Горан е човекот кој што го покажа лицето на невидливиот пријател во Македонија. Тој е креатор на апликацијата Мој воздух, а денес позната како AirCare, апликација со која што го мериме нивото на загаденост во воздухот. Во исто време тој има посветено повеќе од 10 години на активизам и волонтерство за подобра животна средина и има собрано искуство и знаење кое што ни е и повеќе од неопходно за предстојната зимска сезона која што ни следи, која што со себе го носи и најлошиот воздух кој што го дишаме во текот на целата година. Воздух кој што го плаќаме со нашето здравје и нашите животи. 5600 од нашите сонародници во текот на изминатата година ги имаат изгубено своите животи како директна последица од аерозагадувањето. Работата е толку сериозна, затоа останете со нас до крајот на епизодата, има многу што да слушнете. Но пред да започнеме, земете краток момент да се претплатите на каналот, стиснете лайк на епизодата, а по нејзиното изгледување оставете ни коментар како ви се допадни, дали научивте нешто ново. А сега, Горан Јовановски. Кога сме кај плуќата, значи може ли да ми кажеш колку сме далеку од ова секојдневие? Значи ова е една вака многу интересна маска, да кажеме попрофесионална од тие што ни се нас познати, но ова е најверојатно нешто што не чека во многу блиска иднина, доколку некои работи не се променат. Види како што трнала работава, не знам веќе што да кажам. Значи ова е JNA маска, ова е војничка маска од Југославија. Времето се користела за воени напади, за хемиски напади кога се десат. Мислам, ние сме цело време под напад. Ние сме константно под напад. Ти не можеш да ми кажеш дека 5600 луѓе ти умираат годишно во китска држава и дека ние не сме под напад. Па ако сме под напад, треба да носиме воена опрема и да бидеме спремни за тој напад. И кога некој ќе ми рече, абе ти не знам што се правиш паметен или што го напад. Мислиш, ја се правам паметен дека 5600 луѓе умираат годишно? Статистика е тоа. Да, Што да правам? Неколку пати ти јам слушнал дека ја кажуваш таа бројка, ја кажуваш и во град Скопје. На седниците од каде ја вадиш таа бројка? Европска агенција за животна средина. Ова е европска бројка. Тоа не е ни од наши институции, туку европјани дошле, ги испитале нашите статистики и буквално имаат поделено од ПМ частички, од NO2, од SO2, од сите тие различни типови на загадување, колку луѓе предвремено секоја година умираат него што треба. И тука не збориме воопшто за сите луѓе што се заболени. Тие воопшто не ги гледаме во таа статистика, колку луѓе фатиле рак, колку имаат белодробни заболувања, респираторни, заболувања на полови органи, луѓе не можат деца да имаат од загадувањето. И тоа е статистички докажано, научно докажано дека ствара нефертилност кај нас. Тоа е ние не сме многу далеко од тоа разбирање, од сваќање на состојбите моментално, да кажеме, затоа што не гледам јас друга организација или некое друго движење да едноставно се труди да ја подигне свесноста на некое повисоко ниво. Немаме механизам да се справиме со тоа. Види, движење има, мислам и по другите градови, активисти, сите овие 10 години што сум активист, сум сретнал тон луѓе кои што имале желба и сила и сакале да направат нешто и нормално дека тие луѓе и вклучително јас на моменти ќе прегориш. Ќе прегориш бидејќи се бориш со толку закржлавен систем каде што секој чекор има некоја препрека за обична борба за чиста животна средина. Па викам, луѓе, ние се бориме за нешто основно. Не зборам science fiction, не збориме нешто кое што ете Холандија, кој ќе ми речат, или Јапонија, или Кина, ни ги споредуваш, Сингапур, ни го споредуваш. Не, збориме за животна средина, да дишам чист воздух и да не умрам. Ако за тоа основно нешто не може да се добориме, другите работи стварно ќе личат како научна фантастика. Да, и сега не можеме да се избориме, така. Значи, изгледа едноставно, ама нели штом не можеме да се избориме, најверојатно и не е толку едноставно. Ако сега ја отворам твојата апликација, значи ти си многу познат, да кажеме, по тоа што ја креираше си основач на апликацијата Мој воздух, денес позната како AirCare, помалку познат или помалку луѓе знаат за EarthCare, можеби, и уште помалку знаат за последниот проект HaloSense, да. Ако отворам моментално AirCare, ми покажува дека воздухот е окей кај нас. А ние се бориме за подобар воздух. Сега може ли ми кажеш кај е мојата забуна тука? Значи зошто, против што се бориме? Се бориш за цело време да е окей. Бидејќи ако статистички ние видиме на нас во текот на годината,
Сега може би во овој даден момент, окей, дувнало ветре, немаме некои ладни температури, па да се дешава таа инверзија, не се грееме. Се уште фабриките може во моментов не се запалени и окей сме. И дишаме. Ама ќе збориме за месец дена, кога ќе влезе зимата. Кој што веќе сите се навикнавме, сите знаеме зимата што ни се случува во Скопје, па и во другите градови, не дека ние сме некој голем исклучок овде во Скопје. Зимата знаем, летово видовме. Сите овие пожари што се случуваат, па луѓе, ако имаше пожар, тоа требаше веднаш да има аларм. Седете дома, затворете прозори, не искачете надвор. Воздухов е отровен. Ние не добивме таква реакција од надлежни институции, кои што мораше да го направат целото. Да, ти си најверојатно многу поинформиран во однос на станувањето на пожарите. Значи, може ли ми кажеш кои се твоите сознанија или вашите сознанија во однос на тоа што ги поттикнува тие пожари? Значи, колку е тоа, не знам, природна појава, природен феномен или колку е човечки фактор едноставно? Земајќи предвид дека последниот пожар во автодепото беше фатен човек на камера, беше на камера, да. Мислам, патернот мене ми е многу неверојатен да биде тоа ненамерно и случајно само запалување. Да, знае да се случи, може едно стакнено обично шише во шума да направи шумски пожар кога сонцето ќе удри под одреден агол и ти сува треба под него, ќе запали, ќе направи шумски пожар. Не дека не може да се случи. Но ова за мене беше премногу еден ден по друг ден, по трет ден на различни места, за јас да речам, окей, ова е ненамерно. Што мене ми кажува дека ова, како по обичај, предизборни, кога доаѓаат, едни на други на трети, чекаја овие да ги направиме да изгледат лошо или оние да ги направиме да изгледат лошо, имаме историја. Не ни прв пат да имаме вакви пожари во момент кога имаме избори, за жал. Тоа се многу шишиња. Во многу денови. Да, ама тоа си викам колку е луда работата, дека за да победи некој на избори, треба Скопје да фати рак. Треба ние да фатиме рак. Бидејќи очигледно луѓето кои што го прават ова, кои што подпалуваат, кој размислува дека јас ќе го дишам исто тоа, моите деца ќе го дишат, моите блиски пријатели, роднини, па заради тие немаат нешто што за мене е лудница да живеам во град каде што треба да се секирам дека некој будала ќе земе и сега ќе запали нешто како што гледаме деновиве дека не се дешава. Многу е добро што го спомна тоа, мислам тоа е реалност. Мислам дека ќе ја допреме суштината многу брзо, затоа што мојот впечаток е дека навистина треба многу луѓе да умрат овдека, дека нивото на свест ни е на такво едно ниско ниво непостоечко, да кажеме, каде што освен смртта, значи најтрагичната последица од неактивност, да кажем, или злоупотреба на некои активности, значи освен смртта нема ништо друго на освести. Например, многу добар ми е пример Кочани за тоа, например. Ја го гледам тоа вака, значи во таа дискотека да изгореа 10 луѓе, ќе беше друга реакција, друга ситуација. Да изгореа 5 луѓе, ќе беше уште потивка, значи уште позанемарено. Да изгореше еден човек, немаше ни да го пријават. Значи тоа, мислам дека ќе пројдеше како нормален обичен ден. Значи масовноста на трагедијата тука во Македонија ми кажува дека стварно е потребна масовна трагедија, значи стварно да се случи нешто многу лошо на многу луѓе во исто време, за да дојде до некое освестување и кај луѓето што се одговорни, да кажем, за некое колективно јавно здравје, но и за самите граѓани, да кажеме, затоа што ти си во ситуација сега со целата твоја позадина, со све она што го имаш направено, да собираш потписи за партија, веќе колку време? 2 месеци веќе. 2 месеци и уште ги немаш собрано. Значи со целото резиме што го имаш направено. Мислам, ако тоа не можеме да го поддржиме како општество, најверојатно и не заслужуваме многу подобро. Види, за мене овие избори на некој начин се тест за Скопје. Тест за Скопје. Бидејќи Зелен хуманот како група еве 4 години веќе функционираме. Да речеме дека никој не знал претходно во некој паралелен универзум, окей, не се знае кои се дечкиве, па ајде не знаеме што правеле, како правеле, зашто се залагаат и дали навистина сака да се борат за Скопјево, во кое што деве сме се вратиле од странство за да живееме овде, бидејќи дома ми е. Си го сакам градот, сакам да останам, ама не сакам да ми се оцелат и пријатели и роднини или не дај Боже да заболат или да умрат во истиот. Да, може ли тука малку да те застанам само затоа што мене ми е тоа неверојатен факт. Значи тоа не го прават луѓе денес. Денес посебно.
Значи нема некој што отишол на страна, што се нашол добро ситуиран кариера, да не збориме, значи сите коцки му се наредени и да одлучи да се врати овдека затоа што смета дека треба да придонесе на своето општество, на своите пријатели, блиски, поколенија, значи луѓе што не ги познаваш, но едноставно припаѓаш на иста нација. Значи јас тоа како вредност, како ти кажам, значи пак ми ја прави иронијата многу поголема. Ако тоа не можеме да го поддржиме, значи човек што остава таков пример, што ќе поддржиме ние овдека? Не, види, значи, да, ете, 4 години си живеа во Амстердам, мене животот ми беше многу оки ситуиран. Завршив мастер студии таму, се вработив во booking.com сајтов, еден од најдобро платените работи беше таму. Значи, од финансиски аспект, животот таму беше супер, системот функционира, здравството функционира, немам загадување, све окей. Да, социјалните страни е друга приказна, да, можеби народот е поладен, ти фали храната, ама ти фали дома. Тука се пријателите, тука се роднините, ова е родниот крај. Мислам, татко ми тоа што вика, тука го знам секој камче на улица. Таму сум странец, ама тука го знам секој камче на улица. И јас сакам, не гледам зошто мора сите да се оцелуваме, мислам, гледам зошто, ама не сакам да има причина зошто сите треба да се оцелуваме, освен ако не сакам да видам друга култура, да пробам нешто, ама кога со сила бегам од загадување, бегам од лоши можности за вработување, бегам од лош здравствен систем, од лош судски, полициски систем, ако јас сум приморан да бегам од овде, па не сакам тоа да се случи. Не сакам да сите мои другарства и пријатели, кои што сум ги правил низ годините, да се распрчкаме сегде низ светот, зошто? Зашто татковината ни избркала. Буквално ни избркала, бидејќи сега размислуваш, сакаш да основаш фамилија, сакаш да имаш деца, па каде бе моите деца ги пуштам на улица? Да ги собере некој манијак на хауба, да ги качи, не дај Боже негде да влезат во дискотека, нешто да им се случи, или да искочат надвор да дишат, воздух па астма да имаат на 3 години. Мислам, апсурдно е дека сме окей со нешто такво, и верувам дека многу луѓе не се окей, ама се чувствуваат безпомошни, не знаат што да направат. Точно, да. Голем проблем е. Да. И не викам дека јас можам сега да решиме утре ќе го решиме цело тоа. Не, ама не значи дека не може да го решиме и за 5 години, и за 3, па и за година дена дека не може да го решиме, зашто тие приказки, знаеш, не можело во 4 години, не можело во 8 години, се чисти приказки. Не може толку време. Јас сум активист 10 години, па стварно не можеме воздухот за 10 години да го решиме. До толку сме затуцани. Не сме. Не сме до толку, не сме некој. Да, види, ти си стварно многу одамна веќе, значи многу време имаш и доста видео материјал, и пишан материјал, и секаков тип на докази за едноставно трагови од твојата работа со стајање, дека веќе стварно многу долго време го правиш ова, се обидуваш. И оваа година одлучивте дека сакате едноставно да влезете во системот, значи и на еден малце поинаков начин да се спротивставите на се она што се случува. Значи, активизмот има плафон, нели, како што рече Драгана. Вие го достигнавте тој плафон, пробавте на секој начин, значи тоа се бројни протести организирани, секакви пораки упатени, мислам на секој начин пробавте, на само не функционира. Овдека нема на кого нема кој да ја прими таа порака. Едноставно. И сега пробувате да формирате партија што е едно, ајде да кажеме, кај нас е многу извалкан тој збор. Се слагам, комплетно. Значи, првиот обид кога човек ќе се вмеша во политика, без разлика што има постигнато, тоа е толку извалкано, Така. што е практично невозможно да влезеш и да останеш истиот на некој начин или да се задржи истата перцепција од страна на луѓето према тебе. Какво е, да кажеме, искуството? Се уште не сте, Так. но здраве Боже, за кратко време ќе станат и официјално. Какво е искуството до сега во целиот тој процес? Види, прво само корекција. Ние пред 4 години решивме дека активизмот удира на плафон кога си надвор на улица. Далеко дека не е потребен. Туку мора да имаш партнери внатре во системот. Ако ти цело време си исклучиво надвор од системот и правиш притисок кон луѓе што не те слушаат, не може многу далеко да стигнеш. И затоа решивме дека дел од нас треба да бидат внатре во системот и од внатре заедно партнерски со тие од надвор да ги решаваме овие проблеми. Ние пред 4 години веќе бевме на локални избори. Ние успеавме 10.000 гласа за Скопје да добиеме. Ние бевме единствената независна листа во град Скопје, кој што влегува двајца советници, јас и колешката Драгана. Значи ние веќе 4 години се бориме со извалканиот збор политика и да покажеме дека политика е наука. Не можеш ти да речеш јас не се занимавам со политика или се плашам од политика, тоа е да кажеш се плашам од економија или од математика.
Тоа е наука. Да, полошиот збор тука се партиите. И кај нас, буквално, све што било партиско, се асоцира со комплетно негативна комуникација и комплетно во право сме сите за тоа. Дека треба да го асоцираме. Не се покажало ништо асално целото тоа. Стварно не се покажало. Мислам, гледаме во кое општество живееме ние сега. Но, единствената причина зашто ЗХГ мора да креира партија сега е зашто почнаа да сваќа дека сме закана. Големите партии. Во собрание 5 пати пробаа да го сменат законот за колку потписи ние треба да собереме секоја изборна година, за воопшто да може да се појавиме на избирачкото ливче. Имаше иницијално 1000 потписи и рекao овие кај ќе соберат 1000 потписи ги собравме во 6 дена. Ги фати паника. Пробаа да го качат на 10.000. Па не успеа. Па после пробаа да го качат на 4.500, па ги дадовме на Уставен суд. Им падна. И после пробаа да качат на 3.500, за тоа да не може да помине и за сега да се најдеме во некоја лимбо ситуација, па некако со 2 потписа и да се побине. Но кога свативме дека од денес за утре ги менуваат правилата кон независните кандидати со цел да не спречат да може ние да се кандидираме, знаеш дека веќе си закана, дека веќе те гледаат сериозно, како што претходниот пат не те гледали, мислеле дека што ќе направат овие двајца, и сега пробуваат да те сопнат на секој можен начин. И рековме, не, јас ќе формирам партија од техничка природа, за да можам да ги избегнам сите тие сопки кои што ни ги поставуваат и да можам да продолжам борбата и понатаму, наместо да се најдам во ситуација каде што ќе се плашам дали сега ќе треба да соберам 5, 10, 20.000 потписи или нема да можам воопшто да се кандидирам на локални избори, зашто така им текнало во собрание утре. Ево едно прашање ме интересира како ќе ми одговориш. Значи, која е најмрачната просторија во која што имаш влезено до сега? Од која институција да почнам? Види, мрачна, јас ја гледам најчесто, мислам сум го видел тоа и во градот, но и во други институции каде што идеш и се расправиш, се караш, од аспект на човечка откажаност. Луѓето што се тамо ги гледаш дека се откажани, дека седат и дека немаат желба веќе во нив за борба. Дел од нив се навистина експерти, не имаме паметни луѓе по институциите. Не се сите на Вујкото стрината братучедот што сум го собрал тука за да работи. Има памет. Ама кога сваќаат дека со години се борели, они биле блокирани поради трулиот систем, едноставно се откажуваат. И кога ја видиш таа поразеност кај нив во очи, мене ми паѓа тешко. Што гледам експерт кој што вели, јас никој не ме слуша, јас пробувам, никој не ме слуша. Или кога ќе кажа ми вика ќути. И сега гледаш тој систем и си викаш, па добро бе, уште имаме паметни луѓе, уште останале некако, сме ги задржале во државата, не си отишле и нив не ги слушаме. Зошто? Зашто некој му текнало дека не, ќе си терам нешто по моја партиска линија, ќе си терам нешто по профитна линија. И тоа мислам дека мене најмрачно ми било до сега, кога ги видам тие луѓе дека се уште се држат некако, пробуваат да направат промена, а не можат. Да, види, точно и тоа ми беше една, да кажем, од замислите си, викам, значи човеков бил низ цел свет. Значи разговарал со многу паметни луѓе, самиот тој има поминато доста, едноставно го видел светот во неговата и убава и лоша форма. И со една таква позадина, со едно такво знаење влегуваш во град Скопје, кај што тоа е на такво, претпоставам, корумпирано место, безнадежно и без душа и воопшто светлина не влегува таму, мислам дека. И си викам како се осеќа еден човек кој ќе влезе на едно такво место. И дека тоа е местото уствари кај што он треба да прави некоја промена. Види, ти влагаш полн со ентузијазам. И велиш воред, да, јасно ми е дека ова место е тешко место, дека овде ќе има многу тешки борби, тешки дискусии, луѓе ќе те гледаат како луд, како мрднат, како мали ајсери ќути. Мислам, све тоа сум слушнал. Све тоа сум слушнал внатре. Океј, и пред и зад камери. И се случува. Но си велам воред, јас сум тука како во војска. И сега овие 4 години ќе стегнам заби и ќе буткам напред. Ќе буткам напред, па што и да се деси, се деси. Значи, ќе ти прават сопки, ќе те пцујат, ќе ти викаат ваковси, таковси, ќе ти игнорираат. Моја задача е дека тие 4 години од мојот мандат, јас ќе терам напред, па макар биде што биде. И да ги завршам тие 4 години да покажам дека јас сум си останал искрен на своите вредности, искрен на тоа што сум рекол дека ќе се борам и дека не сум правил попуштања за да добијам нешто јас лично, туку дека каузата продолжила и понатаму да биде иста како што сум ја поставил пред 4 години. И тоа за мене беше едноставно правило, дека јас лагам натре и дури на момент пробуваш и ментално да се исклучиш од ситуацијата, зашто ќе полудиш. Ќе полудиш.
Седиш внатре и си викаш, добро бе, како може да е севкупното IQ во оваа просторија, на прсти се брои. Како може, викам, да зборам, јас се сеќам, имаше една луда ситуација, зборам за миленици, збориме за во ЈСП, да може во носачи за миленици, мали кучиња или мачки, да можеш да ги качиш во такво во кафесче, да си ги качиш внатре и да можеш да ги превезеш, како во секоја нормална држава, вклучително и Белград, кај што можеш и без тоа да ги качиш во јавен превоз милениците. Ние збориме да ставиме како што веќе е во законот за автомобили, истото само во правилникот на ЈСП да се внесе. И искаче еден советник и ми вика, слушајте сега, вика, мене ме праша, вика, еден комши, он има магаре, дали магарето, он го вика миленик, може да го качи внатре во автобусот. Јас сега седам и не ми се верува што слушам, си викам у себе, па добро, чим нас не пуштаат сите автобус, може и магарето ќе го пушта да го тргнала работа. Мислам, апсурдни работи седиш и си викаш, добро, ние реално водиме реална дискусија или реалити шоу правиме овде? И стварно на моменти си викаш, ова може би поеќе реалити шоу отколку вистинска реална дискусија што треба 45 советници да водат за иднината на Скопје. И за мене тоа на моменти е поразително, но на моменти ми дава енергија да речем, окей, можам екшели да се разликувам од сите овие луѓе. Можам да бидам поразличен и да нудам вистински решенија кога сите други ќе те викаат ти си будала или ќе се смеат во фаца. Да, мислам дека е многу клучен момент тука. Сега, значи ние не сме политичари, но она што го викаш ти, едноставно ако наблюдуваш тоа како технички процес кон остварување на подобар живот, значи мораш да видиш кои се чекорите. И сега како тие луѓе се нашли на тие места се, нели, процесот на избори. Значи тоа е тоа е денот, да кажеме, кој што нас не упропастува генерации веќе, да кажеме, и ќе не упропастува најверојатно уште некое време. Значи, целиот инженеринг што се случува пред денот на изборите, корумпираност и самиот модел на изборите едноставно не оставаат заглавени во тоа статус кво кој што сме, колку има што анализирано, што според тебе тука би можеле на некој начин да промениме за да се смени тој ден и исходот од тој ден. Да се инволвираме во политика. Да не бегаме од зборот. Да се инволвираме и да речеме дека ова е моја граѓанска должност. Дека јас сакам да сум инволвиран. Прво да носам во најмала рака информирани заклучоци за кого гласам, да видам кои се тие луѓе, да не гласам ради име или идеологија, туку историја. Чиста историја. Што овие луѓе нешто постигнале? Дали имаат некако постигнување? Ако имаат, супер, дали тоа ми одговара мене, дали е во склад со моите вредности. Па ондак, не јас ке, супер, идно недочекано, сите може да кажеме јас ке. Не, историски. Дали имаме историјат кој што е докажан. Тоа е првото, но второто, ние треба да се вклучиме. Значи не треба бегаме од концептов на политика. Треба да се вклучиме. Треба да речем, добро, јас утре ќе земам 4 години и ќе бидам советник. Или ќе се кандидирам за пратеник. Или ќе на некој начин ќе се обидам внатре од системот да го променам тоа. Според мене тоа е граѓанска должност. Зашто толку многу не има што сме незадоволни, замислете сите тие да беа внатре. Колку многу повеќе ќе имаше промена. Да не се ослонуваме дека двајца или тројца тоа ќе го направат за нас. Да се вклучиме, да поддржиме иницијативи. Еме го Зелен хуман град. Значи, да се поддржи, ако ништо друго, луѓе кои што решиле дека ќе губат нерви и здравје, и живци, и свеживо и диво, за да може да направат некоја промена, во најмала рака да ги поддржим. Ама за мене уште побитно да се инволвирам. Види, јас после подкастот со Драгана, мене ми стана јасно со што се соочувате, мислам со каков тип на напади се соочувате вие, да кажеме, луѓето од Зелен хуман град. Дека вие сте биле тука, не знам, инструмент, дека тука сте дојдени за да земате нечии гласови, да ослабувате некој, да појачувате некој друг и така натаму. Значи, мислам, вас ви е тоа нормално, ама човек што не е вклучен во политика, мислам, ке колку и да знаеш дека све е корумпирано, дека одново те шокира. Значи, одново те шокира дека буквално истата мантра е одново и 30, 50, 150 години, мислам дека да живееме вака, значи истите обвинувања ќе бидат кон секој што пробува да направи промена. Точно, и нормално е, значи политичките партии сега што се големите се организми, и тие организми осеќаат напади и се бранат. Нивниот
нивната одбрана, тоест напад, е таква офанзива. Дискредитација. Сега ќе кажеме овој вака бил, тој така бил, овој ова направил, тој уствари е платен од овие, не е платен од овие. Читав коментари, не знам на кој пост беше, двајца политички ботови се скараа меѓу себе. Едни од едните, други од другите. Не овој го плаќа 3000 евра, не овој уствари не го плаќа 3000, овој други го плаќа 1000 евра. Си спокараа меѓу себе во коментари, сум го течки да му се сневиди. Јасно ми е дека тоа е класичната офанзива што имаме. Ние научивме social media, може да правиме ботчиња и профилчиња и седото. Супер. Ама сакам малце луѓе да сватат дека дајте бе гледате малце подалеку од тоа. Дајте сватете дека некој кој што 10 години од својот живот го дал во активизам, кој што не му е дојдено до пари, зашто не е поентата да заработува од ова. Еве јас 4 години бев советник, веќе не сум на листа. Зашто јас не сум кариерен политичар, не планирам да бидам кариерен политичар, ниту Драгана. Идеја дека нови луѓе треба да дојдат. Мора луѓе да сватат дека има некој кој што се обидува да направи навистина искрена борба. И ги разбирам зошто не. Зошто ако секојдневието ми е корумпирани партии, што ги гледам, цело време препукавања, овој кажал, тој кажал, оној кажал, и комплетна дискредитација што се случува обавезно пред избори, а и во текот на целиот мандат, нормално дека луѓе ќе си речат, сите се будали, ја ова не го гледам. Јас комплетно ги разбирам и тоа им е целта на големите партии. Да те толку да те нападнат со информации што ти ќе речеш батали, ја не се замарам со ова. Зашто не ќе да се замараш? Ајде како треба сите да се замараме. Не треба да бегаме од тоа. Ајде малце да видиме значи што се случува. Точно е дека научија социјални медиуми, сите научија пропаганда, сите научија манипулации, значи тука сме веќе експерти. Мислам дека навистина на овие луѓе, на оваа група на луѓе дека не им е даена фер шанса да се изградат прво во функционални личности, па после тоа да може да носат некој сопствен суд, дали ќе се вклучат во нешто или не. Мислам дека се комплетно обземени од пропаганда до не знам, не ќе да кажам до точка на неповрат, ама стварно многу тешко, некои луѓе стварно многу тешко ќе може да ги вратиме од точката во која што се моментално. Но една добра, да кажеме, вака еден добар показател, параметар за тоа дека нешто не функционира е, нели, воздухот. Значи, ние можеме за све да преговараме, но кога ќе излеземе надвор и кога ќе осетиме дека смрди, мислам, тоа е некоја многу висока граница. Овие неколку дена дури читав малце повеќе за воздухот, за загадувањето, значи дека е воред глобален проблем и така натаму, дека многу земји се соочуваат, дека има и многу полоши, многу подобри, но сите се согласни дека првиот момент кога ќе осетиш дека смрди надвор, значи тоа веќе од невидливо станува видливо, го осеќаш, значи тоа е веќе смртоносно. Значи тука веќе се полнат клиники, се полнат болници. Прашање на време кога било кој од нас ќе заврши таму. Точно. И затоа велам јас цело време. Имаме две опции. Тоест имаме три опции. Една опција е да ќутиме и да гледаме сите околу нас како оболуваат и на крај ние да оболиме. Втора опција е да се спакуваме куфери и да вело да направиме и не ги обвинувам тие што го прават тоа. И трета работа е да се инволвираме и да пробаме да го решиме проблемот. Што нема четврто. Нема четврто. Ни е кажано дека овој проблем ќе се реши и ни е ветено, и ни е ветено, и ни е ветено, и 35 години ни е ветено, и еве кај сме уште. Зашто уште смрди надвор? Зар толку сме ние неспособни? Зар не сме една Индија со 5 билиони луѓе, па да речеш не можам да го решам проблемот? Не. Да, од што смрди, да кажеме, што е проблемот? Мислам, што е најголемиот проблем? Депони, сообраќај, котлина сме, значи од каде или од сегде помалце? Ај вака, ќе почнеме од најосновното. Ние сме во котлина. А ние се однесуваме, значи котлина, што е проблемот со котлината? Кога имаш затварање со планини, имаме водно-скопска Црна Гора, ти немаш пробив на воздух. Нема пробив на воздух. Иницијално кога Скопје се градило после земјотресот, се оставиле воздушни коридори низ Скопје. Партизанска, Илинденска, сега Теодоси Гологанов, значи тие улици треба да дозволуваат ние да имаме некако пробив на воздух. Со неконтролираната урбанизација, што почнеме да лупаме сегде згради, максимално ги забарикадиравме. Сега веќе немаме коридор на воздух на Скопје. Што значи дека воздухот нема многу кај да иде. Нема ветришта, ќе дојде од тето ветрот, нема каде да продолжи удира во згради. Во зима ни се случува концепт на температурна инверзија. Што значи топол воздух од градот иде нагоре, живееме, крееме, правиме, ладен воздух од струјањата иде надоле, почнуваат да притискаат еден на друг и прават капак врз котлината, кој што го гледаме кога се качиме на водно, она тепсијата што викаме. Да.
Тоа е капак. И сега ние сето загадување што го ствараме, и преку лето, не сме само во зима, и преку лето што го ствараме, во зима нема кај да искочи. И удри на тој капак, и стано полошо, и полошо, и полошо, и тоа ти е буквално како тавче некој што вреќе го затвориш и ќе почне внатре да се создава пареја повеќе и повеќе, да не пукне капакот. Тоа ни се случува нас во зима. Што значи дека прво мора да сватиме дека местоположбата наша е специјална и ние не може да се однесуваме како риба дека може да плива на суво. Тоа пробуваме ние да речеме, оке, ќе загадуваме, зошто не е битно дека се наоѓаме во местоположба каде што не смееме ни малце да загадуваме. Тоа не е првиот проблем. Мора да сватиме кај живееме и дека местоположбата на Скопје и другите градови се котлински. Кога би била Лас Вегас, на пример, да е пустина, да е отворена е нешто. Помалце ќе го осеќаш, не значи дека треба да загадуваме, ама тоа зборам. Прво да сватиме дека риба на суво не плива. Скопје не може да загадува зашто се наоѓа во котлина. End of story. Тоа не е првата работа. Втората работа, значи ние имаме комплетно неконтролирано загадување во овој град. Имаме индустрија која што не се мониторира 24/7. Јавно мониторирање на секој емисиона точка, секој оджак на секоја индустрија, зборам големи и мали, зборам од фабрики до пекари, секој што се огорува ради бизнес, треба да има 24 часовен континуиран јавен мониторинг. На прво прекршување, опомена и казна, на второ пречекорување, земање на бизнес лиценца. Не може мене да ми каже некој дека може да го загрозува моето здравје ради бизнес интереси, и после да ми се вади со, знаеш, ама луѓе, ама ќе ги отпуштиме, не може да работат. Добро, ајде дозволи ми да регистрирам кола без кочници. Зошто? Зашто скапо е, па не може, па луѓе, па ќе ги отпушти. Нема никаква логика тоа. Имаме неконтролирана индустрија. Депониите, да, еве што ни се случува. Значи, ние воопшто не треба да имаме депонии. Не треба да работиме на концепт нула отпад. Да не создаваме ѓубре и може, тоа го прават држави. Што значи нула отпад? Нема ѓубре. Нема ѓубре, максимално намалување на отпадот, згоремена реискористливост. Значи имам чаша вода, ќе пијам од оваа чаша вода. Нема секој пат да гледам шише, пластично фрли, шише, пластично фрли. Што ќе прави тој отпад? Кај ќе ќе го рециклираме? А што се случува во процес на рециклажа? Каде има топење, каде има горење, каде иде тој отпад? Што му правиме реално на него? Значи, ние ако продолжиме да создаваме отпад, посебно во Скопје, 60 до 70% од отпадот е органски. Храна, ѓубре, што може да се компостира. Ние да компостираме во Скопје, што бајдеве донесовме 2 компостари и никаде не се ставија во употреба, да компостираме во Скопје, ние 60 до 70% од отпадот ќе го исфрлиме. Како функционира тоа со компостарите? Значи, за да се компостира таков отпад, значи таа селекција кај треба да почне, најверојатно од дома. Да. Значи треба да почне дома. Ние треба да имаме, ние иницијално за тоа зборам, ние како ЗХГ баравме долго време и конечно успеавме да го натераме градот да набави 2 компостари. Рековме ова ќе бидат пробни компостари каде што ќе може луѓе да идат и да депонираат компостен отпад од дома што го собирале во посебна канта и тоа внатре ќе се компостира и преку природен процес може да се направи ѓубриво кое што ќе се искористува понатаму од паркови зеленило каде што ќе може да користат како производ и да се ги ставаат во садниците низ град Скопје и на тој начин ќе спречиме целиот тој компост и тоа не е само домаќинството, сите тие гранки и трева што се сече низ градот, сето тоа повторно е органска материја и тоа се става исто во компост. Но за жал тие компостари не проработеа. Една имаме зад 3 бека во паркови зеленило каде што им е главната канцеларија и една имаме во зоолошка градина. Значи, јас поминувам кога трае кај паркови зеленила, не сум ја видел таа во употреба, уште стоеше со пластиката врзнеа фрлена. Што значи дека ние и дури набавивме и донесовме компостари кои што треба да бидат пробни компостари. Пробиш тип има и они топ си работат, ама ние Скопје не може да го проработиме тоа некако. Да проработиме компостари. И после ќе имаш локална селекција дома, па после може да имаш регионална селекција по општини, по населби, каде што ќе има посебен контейнер само за органски отпад, па таму ќе го ставиш органскиот отпад и тој после ќе се однесе. Не сме први на светот што го измислуваме, ова не е топла вода. Мора да ти кажам еден пример, значи морам да ти кажам морам да споделам ова. Значи бев поранешната фирма кај што работев, имавме настан некој да кажеме самица организираше во Бусан во Јужна Кореја. Значи, они таму колку се сериозни за отпад, ние бевме фасцинирани. Ама ние сме фасцинирани од крајниот резултат. Значи, ние, кога видовме, пошто бевме таму месец дена и мораш да се прилагодиш на нивниот начин на живот, што вклучува и однесување со отпадот. Так. Значи, за нас беше многу поприфатливо, стана проблем после некој време. Значи, времето ти што треба го даеш на селекција на отпад, посебно на биоотпад, значи многу луѓе не дојадуваат, останува храна и така натаму. И од таа храна, самата храна има видови на биоотпад, после тоа како се
разгранува процесот на селекција, значи тоа зема време. И сега ние бевме да кажеме во една зграда кај што они имаат толкава традиција на селекција на отпад, но сеедно мерките што ги превземаат до ден денес се многу ригорозни. Например, лифтот во кој што се возевме, значи таа предната страна користеше како зид на срам. Значи они до ден денес, луѓе родени таму во Кореја, корејци, цел живот што селектираат отпад, пак им се случува како човечки нарав, едно побуда едноставно, да земи да го истори целиот отпад во некоја вреќа и да си спаси, да кажеме, 5 минути во денот или да не клечи таму кај ѓубрето, да не мирисе и така натаму. Они се уште на толку тренинг и дресура, така да кажам, создавање навик. Ние кога отидовме таму, викам, чекај малце, значи овде има 35 канти. Јас не можам да ги дочитам кој за што е, ме разбираш, и сваќаш дека кога ќе треба да мислиш колку време на селекција на отпад треба да посветиш, автоматски мислиш и на тоа колку отпад ќе создадеш, односно што ќе нарачаш ти за јадење. Значи јас нема да нарачам автоматски после тоа нешто што не би го јадел, затоа што не само што нели го плаќам плюс, туку после тоа треба да трошам време и да го селектирам и така натаму. И колкав процес и нас ни се случи, значи нашата брука веќе ја кажам, не можевме да го издржиме тоа. Значи тоа беше тумач, премногу беше. Значи ние ја немаме таа култура овдека, не сме создадени, видов колку сме далеко од тоа, едноставно она што го направивме беше црни вреќи, буташ све внатре и свативме дека немаме кај да фрлиме црната вреќа. Не функционира. Нема кај да фрлиш црната вреќа. Значи нема да кажеме некое место во градот кај што 90% од градот прави селекција на отпад, ама ново место е како депонија и ќе отидеме, не постоеше такво место. Значи ние немавме кај ги фрлиме црните вреќи. И ги оставивме на улица покрај на Бандера со снимки, со камери, не имаа најдено. Некој од граѓаните имаше со нож поминато, значи да направи колку што е можно поголемо ѓубре, да се дигне работава, нели? На некој повисоко ниво за нашата казна и санкција да биде колку што е можно поголема. Тоа беше нашето школа од Јужна Кореја. Супер школа. Значи тоа покажува дека има одреден систем и системот функционира. И системот работи. И ние го гледаме можеби како научна фантастика, ама не е. Да, но само да мојот ми беше на секоја позиција, значи секаде кај што имаше отпад, имаше и надзор. Така. Значи све се снимаше. Ништо не беше оставено на човечка волја. Првиот момент кога ќе оставиш нешто на човечка волја, дури и да си кореец, таму да си роден, значи човечката природа те тера да си го спасиш времето, да не селектираш премногу. Значи колективното добро е толку далеко од нашата свест да тоа нас не ни е ни сватливо моментално. Кај сме? А тоа ја викам, во Амстердам се знаеш, јас кога живеев во Амстердам, имаше часови од денот кога ти ќе фрлиш ѓубре. И се знае, на тој ден од толку до толку сат се фрла ѓубре во подземни контейнери. Ти нема ти тука што да се појавиш во друго време. Иако подземен контейнер, кај ќе те види тоа? Не, имаат начини. Зашто ако дојдат во дел од денот каде што не треба да фрлиш ти ѓубре, ти си фрлил, или си го фрлил кај што не треба, или си го фрлил во за рециклирање кантата не треба, има полиција. Ѓубре полиција, комунална полиција доаѓа, ти отвара кесата и буричка внатре. И бара сметки. Бара нешто со твоето име. И ќе те најде, и ќе ти дојде дома, здраво, бујрум, повели честитка, 100 евра, плати си. И нема што. Значи, има начини на кои што целото тоа се раководи и се прави. Не може ти како сакаш да правиш во систем каде што тоа било воспоставено. И тоа затоа зборам. И кај нас ние тоа може многу да го направиме. Не е тешко. Ние цело време зборевме, сега кој ќе ми каже појас да носам во коло, па носиме појаси во коло. Иако гледам дека се уште тоа со лажњаци, па позади ќе го врзам од луѓе, викам за твое здравје, аман, да го зезнеме системот, не сваќам кого зезнавме со тоа лажњак што сум ставил. Ама затоа зборам.
постоеле навики и тие навики се менувале. И како што иде напред општеството, така треба и навиките нас да ни идат напред. Ние некако сакаме да идеме напред и велиме сакаме напред, ама навиките да не ни ги чечкаат, зашто сме во комфорт зоната и тека тука ми е убаво. Па не може да напреднеме ние како општество и да викаме сакаме Европа, сакаме да бидеме Америка, сакаме Кина да бидеме или која било друга земја која што е далеку поразвиена од нас. Зошто? Зошто така, сакам да ги имам сите тие привилегии, ама навиките мои не сакам да ги сменам. Не ќе има одговорност. Значи ја сакаме привилегијата, сакаме све што имаат другите, затоа знаеш како мислам дека тоа е стварно многу тесно поврзано и со проблемот на иселувањето, затоа што во суштина самото иселување што е? Значи сакам да отидам во општество каде што некој создал така да кажеме одредени привилегии на живење, сакам да ги уживам нив, ама сакам да се доселам тука, значи со падобран да паднам, значи не сакам да го изградам тоа дома. Тешко е, градењето е тешко и затоа јас велам, имам пријатели со кои што тука ќе земат и ќе фрлат мастека на улица, ќе фрлат ѓубре на улица, ќе треба да се расправаме и да се објаснуваме да ги терам да го земат, ама кога ќе сме во Германија или во Холандија или во Италија нема да го направат тоа. И често ме прашаат добро зошто? Па ќе ме казнат. Аха, значи тебе стравот дека ќе те ударат по джеп, ти е голем тука, ама дома знаејќи дека ние имаме комунална полиција, ние цајкам да ме види реално ќе ме казни дека сум фрлил ѓубре на улица, автоматски велам аха, окей, тогаш јас можам тоа да го правам тука. Што значи дека треба ти да имаш една или две генерации каде што има исклучително јак систем на контрола, каде што се знае дека ако направиш прекршок, многу големи се шанси дека ќе те видат и дека ќе те санкционираат, а не многу мали, за да се створи таа навика за после новите генерации да се учат со едукација, во едукативен систем, зошто целото тоа е лошо. Ја живеев во Америка како мал. Мене од мали нозе ме уче. Не фрлај ѓубре, чувај ја природата, воздухот е битен, дрвјата се битни. Мене тоа ме, второ, трето, четврто деление мене тоа ме уче. И јас кога се вратив назад после во Македонија, за мене беше шок, чекај малце. 3 години го учам ова и нагло не важи веќе во друга земја кај што дадо, зошто не важи во Македонија. Така да мислам дека тој систем на едукација заедно со санкционирање, бидејќи секогаш санкциите треба да се тамо за сите оние кои што велат јас сум попаметен од општествениот договор наречен закон, може да допринесат до промена на еден систем и да не тераат малце да идеме напред умствено, ама и системски. Може да издвоиш да кажеме место затоа што си патувал доста по светот, значи негде кај што стварно се бил воодушевен да кажеме од системот кој што го имаат изграден. Ми се случи, и тоа не беше одамна, веќе бев преселен назад во Македонија и апла навлезен со Советот, идам во посета на најдобриот пријател во Холандија, што ми живее, македонец исто, он си остана тамо, јас се прибрав назад, и одам тамо во посета и он живее во населба што не е ни во Амстердам теоретски, значи тоа е како приградска населба или поделен град надвор Амстердам се рачуна, така што да, сега се развива целиот тој предел, си живее тамо и се сеќавам едно сабаре, искачам и гледам двајца работници општински дојдени тука, некои бекатонки поставуваат и обтегнале конец и пробуваат да видат дали бекатонките се во линија убаво наместени тука за некоја жардинјера што ја кренат. И се држам за глава, ги гледам и си викам, тебе мајко стара. Значи види ги седнале со конец, обтегнале дали нешто е под прав агол, дали е наместено. И јас треба сега викам да се качам на воз, да се качам на авион, да дојдам во Скопје и кој прав агол наопачки викам дека е полага. И така ми беше еден момент на да му се сневиди бе. Зашто не може само ова да го имаме кај нас? Зашто ти велиш? Па не е тешко. Ама не е тешко, стварно не е тешко. Така да, сум имал такви шок моменти што не требале да ме бидат шок, ама си викаш ова е толку малку што сакам да го видам, минималното да видам труд дека некој решил да вложи и дека стварно никој не им седеше над глава кај нас 10 луѓе надзорки изиграваат за двајца да стават бекатонки. Никој не им седеше. Ама они си знаат дека така е работата. И дека можеби после некој ќе помени, ако ги пријави граѓанин дека тоа е криво, они ќе летат од работа. И кога се има таков воспоставен систем, секој си ги следи правилата и договорите на кои што сите сме решили дека ќе живееме заедно со нив. Обратно, место кај што се била да е комплетен хаос, да сме ние Амстердам за нив, например. Зборам и во однос на загадување. Во однос на загадување, искрено, не сум бил на место што за жал позагадено било од Скопје. Види, има, не велам не, значи има одредени градови во Кина, во Пакистан, во Индија, постојат градови кои што имаат поголемо загадување од нас. И на Балканот имаме Босна има голем проблем со загадувањето, дури на моменти и поголем од Македонија, Србите исти се. Значи не дека немаме. Ама дека сум бил на место кај што ќе речам, вау, ова е шок,
Не сум бил. Не сум бил. Секогаш пробувам да најдам од тие места каде што сум некоја добра. Да извадиш нешто добро. Нешто добро за да го донесам назад и да речам, луѓе, зашто ова не го направиме? Луѓе, видете ги на овој начин решиле овој проблем, дали може ние да го пресликаме? И оние што збориме ние меѓугранични соработки, меѓународни соработки, збратимени градови као концепт што воопшто не гледам дека се користи, иако имаме Скопје збратимен со 12-13 града. Што значи тоа збратимен? Збратимен дека ќе имаме поблиска соработка. Ние сме се договориле двата града дека ние ќе имаме поблиска соработка и ќе соработуваме заедно. Не гледам реално дека нешто многу сме соработувале со кој било град, но идејата е дека ако ги имаме тие ствари, па дали ги носиме добрите пракси од таму и може да извезуваме по некоја добра пракса од кај нас, не дека сме ние сега дна, ама да извезуваме и некоја ние добра пракса и да речеме, окей, заедно ќе напредуваме. И си имаме ние партнери за напредок. Значи, можеме да го направиме целото тоа. Затоа јас зборам, цело време овие 4 години во Совет, јас го гледав тоа и си велам, можеме да го направиме. Не е тешка, не е филозофија, немаме пари, немаме можност, имаме све, само нема волја. И кога нема волја, затоа сме ние закрчени и затоа луѓе седат и се нервираат. Не може да се решат проблеми веќе нас, повторно зашто не се огромни. Твојата перцепција, види, мислам дека кај тебе се споени неколку димензии идеални, да кажеме, неопходни за разбирање и пристап на решавање на колективни проблеми. Значи, тоа се прво малце повисока граѓанска свест, она што викаш ти, најверојатно тоа е периодот во Америка, кај што едноставно ти ги всадиле тие вредности, кои што овдека многу тешко можеш да ги добиеш. Но второ е љубовта кон технологија, односно податоци. Значи, знам дека многу пати имаш кажано, би сакал многу кратко да ја повториме твојата приказна, затоа што верувам дека има луѓе кои што не се запознаени со тоа како, мислам, кој си ти, што имаш постигнато до сега, значи како настана мој воздух, би сакал на кратко да пројдеме твојата приказна, едноставно да послужи за една референца какви луѓе се вклучени во Зелен хуман град и дека тоа се стварно експерти кои што си ја познаваат својата работа, како што кажа, не се кариерни политичари, туку се едноставно луѓе кои што сакаат да допринесат за некој колективно добро, но при тоа се многу остварени. Види, јас по струка сум софтверски инженер. Сум програмер. Од мал учев да програмирам, имаше едни ентер списанија, не знам дали се сеќаваш што беа IT списанијата way back in the day. И учев од тоа да програмирам. Со лупа читав кодови на сликите на списанијата и пробав да најдам каде немавме интернет тогаш, каде на компјутер да ги внесам тие кодови за да добивам нешто. И кога осетив дека со помош на програмирањето јас сум комплетно слободен да можам да решавам проблеми без да се надам дека некој друг ќе има веќе смислено решение за мене, тоа за мене беше вау момент. Јас можам, нема програм што ќе мрдне чашата од тука до тука, јас сакам да се мрдне чашава, ќе се напишам сам програм. Нагло сум го решил проблемот што сум го имал. Јас се заљубив во програмирање. И од тогаш до ден денеска и се надевам до крајот на животот, јас сум огромен љубител на технологија и што може да се постигне со неа. Дел од тоа се податоците. Кога правиме каков било експеримент, каков било проект, каков било промена, ние треба да имаме некакви податоци иницијални, кои што велиме дека со оваа промена ќе ги измениме, и јас сакам да ги изменам на подобро или на полошо, за да можам, откако ќе направам промената, да измерам дали навистина промената го постигнала тоа ја што сум рекол да ќе го направам. Во Booking кога работев, секоја промена на вебсајтот, а во моментот има секогаш околу 1000 промени активни кои што се тестираат, моравме да тестираме и ние. Ако јас решам дека копчето сега не треба да е зелено, туку треба да е плаво, супер што јас мислам дека е така. Може да сум највеќи експерт во свет. Да. Ама ќе речеа во Booking, окей, да го тестираме тоа. Дај, ќе направиме тест, на пола од посетителите нема да им покажеме промена, на пола ќе им покажеме промената, ќе ги мериме истите резултати, дали кликале повеќе пример на копчето или дали, не знам, повеќе хотели се продавале, што god. И кога ќе ги имаме тие два резултати и после недела 2 на таков експеримент, ќе може да речеме воред, ајде да ги споредиме и да видиме дали навистина промената ја што сум вел била подобра, само исклучиво врз база на податоци, не чувство или емоција или така мене ми кажа на комшијата внукот од 6, туку податоците покажале. И затоа со помош на апликација како Мој воздух, што ја направив кога бев на факултет, тоа е пред 15 години, се осеќам дедо. Кажувајќи го тоа, пред 15 години кога бев на факултет, решив да се научам сам како да правам мобилни апликации,
Но да не биде некоја досадна апликација, решив да ставам некои интересни податоци и тогаш налетав на податоците за воздухот. И јас по грешка станав активист за чист воздух. Кога ги најдов податоците, сватив дека тоа што го романтизирав, мириса на зима, тоа е смог. И не треба да го романтизираме, да викам леле ме потсеќа на зима, не, ме потсеќа на зима, бегај, ставај маска, влагај внатре. И откако ја направив апликацијата што исклучиво даваше тогаш податоци само од државни сензори, пуштив места на вирална, луѓе почна да користат, почна првите напади, политичари, министри, не верувај. Да, она што го кажуваше дека во првиот месец од пуштањето на апликацијата во употреба, повеќе од 1 милион луѓе, да кажеме, се запознаваат со нејзината работа и со нејзиното функционирање. Се надава 1 милион, може не биле толку, но сепак огромен број кај нас луѓе, зашто тоа беше исклучиво за Македонија на почетокот, огромен број на луѓе преку социјалните медиуми дознаваат. Имаше ли таква апликација во светот? На светско ниво да. Да? На светско ниво да. Секако постоја и претходно, не дека ние сме успеале да направиме огромен изум. Имало други апликации, но ниту една апликација не работеше во Македонија тогаш, што кажуваше колку е загаден воздухот. И мој воздух беше прва апликација од тој тип, кој што ги преземаше веќе постоечките податоци од постоечки мерни станици, но ги прикажуваше на многу лесен и разбирлив начин, за да можеш ти од кој бил момент извади телефонот джеб, види, аха, надвор загадено, се прибарам дома. Или аха, не е загадено, ќе идам да џогирам или кучето да го шетам. Да, и сега мене тоа ми изгледа како да земеш, да кажем, и на неколку многу моќни луѓе овдека, да едноставно да им го извадиш валканиот веш на виделина и дека они би реагирале на некој начин. Имаше ли, не знам, некои обструкции или едноставно да пробаат да го намалат импактот на твојата работа? Имаше, како немаше, значи тоа зборам, имаше изјави од министри тогаш, не му верувајте на Горјан, него го плаќаат американци, руси, кинези, украинци, што те знам од 100 места веќе, сите ме плаќале мене, за да пренесувам податоци државни. Од сајтот на Министерството за животна средина се истите податоци. Но тогаш му кажав на министерот, ми се јавија новинари, вика да даеш изјава, ја изјава знаев тогаш што е, ни да дадам. Кам зашто изјава? Па така кажал министерот. Кам добро, кажете му вие на министерот, ајде да седнеме на маса пред камери. Јас ќе отворам мој воздух, ти отвори го сајтот на министерството. И ќе ги споредиме податоците. Ако податоците се различни, ќе ја запалам апликацијата, ќе го фрлам кодот низ прозор, серверите ќе ги уништам. Ама ако податоците се исти, зашто тамо ги влечам, ти дај си отказ. И нормално дека немаше одговор на тоа. Имаше хакерски напади. Имавме напади кон страната, кон апликацијата, кој што тогаш се уште се учев да програмирам и не беше добро заштитена тогаш, направи и финансиска штета. Стварно. Јас требаше да платам, Амазон ми дојде на врата и не му беше гајле на Амазон. Чичко Горјан дали добро и го искусил или не, он вика, знаеш, тон луѓе ти ја посети апликацијата, тогаш се плаќаше по посета. Така беше системот и дечко, еве ти сметка. Не беше со реклами? Не, какви реклами немавме, ни од реклами на почетокот. Тек после години мене ми текна, викам, дај некако да ги покривам трошоциве, што генерираат, зашто луѓе мислат без пари тоа апликација, кога да не постојат сервери, податоци и чуда што се вложуваат, што секој месец ја плаќам од сопствен џеб за тоа. Не е само интелектуален. Да, ама тоа тек беше понатаму кога ми текна дека можам на некој начин барем малце да ги покријам трошоциве, да не идам цело време во минус, ама знаеш, не ни го сеќав дека идам во минус, зашто тоа беше моја кауза и моје дете како апликација, си го сакав, па без разлика дали ја треба од џеб да плаќам секој месец или секоја година пари за да одржувам тоа во живот. Колку направи поместување, да кажеме, затоа што тоа е нешто што и ден денеска функционира во еволуирана форма, да кажеме, значи тоа константно еволуира, тоа не е, мислам, се докажа дека е вистински проект за тебе, дека е нешто што треба да го тераш и дека носи многу бенефит на луѓето. Но се поставува прашањето на тие мерни станици сега. Значи, колку мерни станици има, како можат луѓето да придонесат и дали можат денеска да придонесат кон тоа? Значи, дали ако јас поставам, да кажеме, мерна станица кај мене на тераса, би помогнало во попрецизно покажување на апликацијата? Скрос. Значи, ние имаме околу 20 на државни мерни станици, што не се доволно да го покријат Скопје, камоли Македонија. Тука нека се утепат од Министерство карање со мене, јас си стојам на збор дека не се доволно. Не можеш ти со 20 мерни станици да го покриеш Скопје и да знаеш, ние скопски општини имаме само 10. Сега што ми кажеш 2 по општина е доволно? Не, а камоли во Македонија, речено, тие 20 нема доволно за една по град да ставиме. И затоа постојат тие волонтерски мерни станици. Сега, што се волонтерски? Да, волонтерски мерни станици се поевтини уреди, кои што не коштаат 1000 евра како што се тие државните или 10.000 огромни што се поставуваат, што ни се донации оствари нас добиени. Туку волонтерските мерни станици се помали уредчиња, кои што можам да ги ставам на балкон, да ги ставам на прозор, да мерат
загадување надвор и тие се поиндикативни. Ние не ги користиме тие за статистика, да речеме 42,5 микрограми било загадено. Не, викаме надвор е чисто или не е чисто. Што тие немаат проблем да осетат дали е чисто или не е чисто. И секој може да го постави тоа уреđаје. Ги има на интернет, се нарачуваат по 50 на евра, се не се ни скапи воопшто. Се ги врзам, Wi-Fi му треба, струја му треба, ставам на балкон и автоматски ќе се појави на мој воздух апликацијата. Буквално ништо не правиш, сама ќе се појави, веќе сме врзани во сите тие глобални мрежи. Цела Германија е покриена максимално со сензори, цела Бугарија е покриена со овакви сензори. Ама која покрива? Мислам, дали Луѓе, јас имам 3-4 такви сензори купени. Тоа само, значи дали е форма на активизам, да кажеме, дали придонесувам јас со тоа што ќе го ставам кај мене? Многу придонесуваш. Зошто? Прво, и да речеме најсебично, ќе знаеш ти точно колку ти е загадено пред прозор. Тоа е најлесна работа. Ја знам точно кај мене колку е загадено, да не барам најблиска станица имало или немало. Второ, тоа влага во множество на станици, што ако направиме ние хипермрежа на станици, што значи многу густа мрежа на станици, многу поубаво и визуелно ќе гледаме загадувањето, каде почнува, како се шири на мапата, како тие зелени точки стануваат жолти, па црвени, па розови, не дај Боже, и се шири и многу полесно ќе може да се каже, окей, луѓе, еве во овој момент е детектиран извор тук. И да се јавуваме по инспекции, да ги тераме инспекторите да доаѓаат, или не дај Боже, треба да се јавуваш во пожарна ако нешто гори. Значи, хипермрежа, што е можно повеќе податоци, повеќе сензори, многу помагаат во граѓанскиот активизам, кој што ние цело време треба да го водиме како граѓани, ако веќе не сме внатре во институциите. Видов на неколку места во светот, значи луѓе што се бават со мерење на нивото на загаденост во воздухот, значи како уствари го прават тоа. И сега те одат со мерачи, одат по улица, одат по мостови, под мостови, во метроа, по трамваи, значи ги испитуваат сите делови во градот и во различни делови од градот различно ниво на загадување се покажува зависно од тоа што се случува во тој дел од градот, значи колку количество на собраќај, дали има некои други извори така натаму. Значи многу е тешко со една мерна станица на една позиција или на една голема подрачје да се каже нивото на загадување. И најчесто сега веќе ме тераш да размислувам, значи ако државата би ги поставила тие мерни станици со овој мајндсет и ова, нели како се вика, морална колективна одговорност некоја што ја нема, најверојатно тие би биле малце подалеку од изворите на загадување и би покажувале автоматски помало загадување отколку што некои луѓето кои што живеат блиску до изворите, а не ги знаат изворите, значи ние можеме да детектираме извор само кој ќе видиме како што се запали фабрикава сега, па ќе видиш на цел град чад и тоаш гледаш дека тоа е извор на загадување. Но тоа е веќе екстрем, тоа е она хазард што го викаат, значи тоа е на ниво на смрт. Тоа се тие маски веќе. Да, ова се овие маски, да. Значи ова е има и подпис некој овдека. Некој војник, да. Значи да, што е можно поголем број на станици е многу поприоритетно и затоа јас велам. Општините, министерството, градот мора да свати дека полатоците не се непријател. Луѓе, не ви се непријател полатоците, не бегајте и се плашите од податоци. Податоците ќе ви помогнат за добро да направите решение и да мерите дали тие решенија кои што сте ги имплементирале дале позитивни или негативен резултат и импакт. Значи, не треба ние да се плашиме. Град Скопје, не ги молевме да се состават и успеавме да обезбедиме буџет за да се постават 100 или 200 такви мерни станици само низ Скопје. Ниско буџетни, за да може полесно да го следиме загадувањето. То бивме забрано од министерство, беше кажа не може, не се по овој или по тој стандард, не може току така се постават, за после да мора да правиме ние на волонтерска на наша рака да ги поставуваме тие станици кои што нормално не се искористи буџетот пропадна за тие станици, се остана во градот, туку ние ги набавивме волонтерски, почнавме да ги поставуваме. Тоа сакам да им кажам. Институциите не треба да се плашат од податоци. Ја би бил пресреќен да работам во институција и да речем јас ќе имам континуиран мониторинг низ целиот град, јас одма ќе можам да почнам да развивам каде да планирам, што да планирам, зашто да планирам. Ама на многу луѓе не им одговара тоа. Вклучително и на една од, да кажеме, од аргументите во целата ситуација е производство на апарати и системи за прочистување на воздух. Значи тоа е бизнис кој што цвета во овакви средини, да кажеме. Колку мислиш дека е тоа можеби една од пречките и појавување на некоја таква олигархија можеби? Не би рекол. Значи прочистувачи на воздух имаме низ цел свет. Дека прочистувачот на воздух
или има некој конгломерат кој што тоа го тера, не. Проблемот е многу попрост. Проблемот е фактот дека нема мониторинг на индустрија, се загреваат државни институции со мазут, зависни сме од автомобилите, бидејќи немаме реален јавен превоз во градот, депониите ете што им правиме. Ние суштинските се проблеми, тоа е само аспиринот што ние треба да го земаме секоја зима, бидејќи имаме главоболка. Наместо да најдеме уствари што е главоболката, што е тоа што ми предизвикало мене главоболка на самиот старт. Така да јас затоа зборам. Ова е системски проблем кој што не е дека други градови не го решиле. Има градови низ Европа, има градови низ светот кои што ги решиле овие проблеми, ние што ги соочуваме сега. И само треба копи-пейст да направиме на нивните решенија, можеби малце да ги прилагодиме за нашето поднебје. Што е загаден воздух за тебе? Од што се состои? Кој е неговиот состав, еве да кажеме? Што мериме кога мериме загаден воздух? Имаш многу параметри. Најглавните параметри ние што ги мериме се PM частичките, викаме фини частички на македонски се викаат, кои што се PM10 и PM2,5. Тоа е големината на частичките, микрометри. PM10 се поголеми частички, PM2,5 се помали и од различни типови на согорување се создаваат тие частички во воздухот како чад, кои што ние понатаму ги вдишуваме и тие внатре во плуѓата почнуваат да ни прават проблеми. Што повеќе така вдишуваме, толку потешко системот може да се избори со истите. Имаме озон, кој што во лето представува проблем во Скопје, но имаме SO2, NO2, јаглерод моноксид, имаме различни супстанции кои што се мерат со помош на мерни инструменти. Не сите станици ги имаат сите сензори за да ги измерат сите овие вредности. Државните, да кажам, имаат 5 до 6 сензори ако функционираат, кои што мерат многу повеќе загадувачи, волонтерските се мерат само 2, PM10 и PM2,5. Но, во случајот како што беше пожарот со Трубарево, или Дрисла, или Вардариште, тогаш имаш и дополнителни работи кои што не се ни мерат. Химикали, тешки метали кои што се наоѓаат во воздухот, кои што тие сензори едноставно не може да ги детектираат. И тука се прават лабораториски мерења, па треба да земат примерок, па во лабораторија да проверат и ние чекајки да добиеме некаков резултат колку надвор загадено, веќе го исподишавме тој воздух. И затоа во такви кризни ситуации јас упорно зборам, подобро сите да бегаме и да се заштитиме, да се затвориме дома, да носиме маски, чекајки ги официјалните резултати, отколку да речеме не, па сега дур не ни кажат, ќе се преправаме дека е надворе, окей. Да, види, значи тоа беше, мислам, кои резултати, никој ништо не соопшти, јас не видов дека некој нешто кажа што е уствари, имаше како некоја информација дека чадот се дигнал, например, како печурка, кај пожарот во Трубарево и дека ноќта паднал и дека можеби ноќта не би било безбедно, еве да кажеме, за луѓето, не знам, во радиус од 400-500 метри можеби да се движат надвор, за сите останати како ништо содржи тој чад, ни колкава површина, ни кој треба се движи, кој не треба се движи. Јас не видов такво нешто. Види, имаше некои истражувања кои што мислам дека недела дена после пожарот излегоа со одредени бројки, но муабетот за тие истражувања буквално беше дека јас не знам веќе дали да им верувам. Не знам, јас имам толку голема институционална недоверба во овој систем, што јас не знам дали можам веќе да верувам што било да ми биде искажано. Ти сите останати. Да, се сомневаш веќе се сомневаш. Сега дури на вистина нешто да ти каже дека е така, ти ќе почнеш дуваме на јогурт, бидејќи колку пати ни се десило нешто да биде кажано, па ти испадне дека не е така. И мислам дека и тоа е сега еден голем проблем и затоа има недоверба кај луѓето дали да се равнатре, дали да не се равнатре, што да правам. Бидејќи едноставно се плашам од кој било резултат што ќе ми биде мене кажа. Може ли да ти даме предлог? Слободно. Значи, ти си програмер, да кажем, имаш нарав да создаваш апликации. И она што сум приметил јас е дека луѓето реагираат на канцер, например. Добра. Значи, кога ќе слушнат луѓе канцер, колку и да е тој партиски, идеолошки задоен и така натаму, се пали некоја сјаличка, дека едноставно, мислам, тоа е болеста која што денеска навистина ги поместува луѓето од мртва точка. Како идеја, како предлог, мислам дека многу би било добро да кажеме, да имаме апликација која што ќе покажува некоја статистика на заболени од канцер или починати од канцер или канцерогени активности кои што би или појави кои што доведуваат до ширење
на канцер во општеството? Што мислиш ова како идеја? Види, ние тие податоци веќе и најверојатно ги имаме. Институт за јавно здравје најверојатно ги има тие податоци за секоја година колку луѓе починуваат од канцер. И ние може да правиме корелации со тие податоци. Да речеме, оке, ова година нивото на загадување просечно било толку високо во тие града и толку луѓе веќе имаме заболено од канцер. Толку луѓе починале од канцер. Ти доволно и заболувањата само да ги гледаш, каде што биле првпат детектирани корелирано со колку историски имало загадување во тоа место. Ти можеш тон вакви анализи да правиш. И затоа зборам, податоците реално ќе ни покажат и ќе ни дадат насока за решавање на многу од овие проблеми. Но повторно лудо е дека треба еден програмер да седи и на целата држава да пробува да ја реши и да ја даде решение и апликација, а имаме државна администрација со тон луѓе кои што, мислам, ако не се едуцирани, ќе се едуцираат. Има курсеви, јас сум учел сам програмирање од YouTube. Извини, молим те, можеш да седнеш и да прочиташ на YouTube, да научиш нешто, да направиш статистика. Мислам, дали за мене е тоа многу понереално. Точно, се слагам, ама затоа мора да се почне од негде. Не може ние да викаме, окей, државната администрација, гроцото од нив се смотани, ќе речеме, и ќе бидеме окей со тоа. Не. Окей, има луѓе кои што може не се погодни за таа положба. Тоа треба аут да иде. Одма. Тие луѓе кои што останале таму, зашто ние преднатрупана администрацијата, тие луѓе што останале, ќе си има стриктен критериум. Ова ќе знаеш, ова ќе знаеш, ова ќе знаеш, ова ќе знаеш. Не може да не знаеш. Ако не знаеш, аут, ќе најдеме друг човек што ќе знае. Значи не може ние да продолжуваме со на партиското вработување со негативна селекција наставно. Нема, точно, ама како бе да работиш во фирма, да влезеш во фирма и ти да не знаеш пола да работиш што барат од твојата работна позиција, вака ќе те шутнат у секунда. Па не може бе држава да не ја водиме како фирма. Затоа град Скопје да беше стартап, ќе пропаднеше 6 пати до сега, од кога јас сум таму. 6 пати ќе пропаднеш. Неодржливост до максимален степен. Како може викам, ние во стартапи секој денар се плашиш дали имаш доволно за да изгореш до следниот месец, а се наоѓаш во град кој што се расфрла со пари, троши кој те знам, каде те знам, буџетот се користи или не се користи и нема нагледување. Затоа викам, нема оправдување за неукоста во администрацијата. Има експерти кои што имајте како да се слушаат, а сите други треба да учат од нив. И ако направиме едно ниво на експертиза каде што повторно ќе се врати довербата во институциите, ќе речеме дека јас навистина му верувам на тоа министерство, што знам дека таму се најголемите експерти човеч, дека не се на друго место, дека таму се луѓето кои што ќе ми кажат и нема да ми излажат во очи, тогаш мислам дека ќе можеме стварно системски да мрднеме напред. Често слушам промена на изборен модел како отворени листи, дека тоа е можеби една од решенијата за, не знам, за поголеми промени или реформирање на политичките партии моментално кои што функционираат овде. Кој е твоето мислење? Реформирање на политичките партии, значи политичките партии кои што до сега не успеле да се реформираат сами, ја не гледам дека некашно многу имаме ние сега да се неме да ги реформираме нив. Не се. Отворени листи како концепт според мене е кул. Зошто? Зашто тогаш може ќе научиме дека не треба да гласаме за група или не треба да гласаме за идеологија или за име. Има да гласаме за луѓето. Те да видам кои се луѓе на листава. Може стварно, ти на листата на Зелен хубав град мислиш дека човекот на 10-то место е многу поспособен за тебе и за твоите вредности, ги застапува твоите верувања, него човекот кој што е на 3-то место. И ќе речеш јас ќе го дадам гласот таму. И за мене тоа е многу кул. Зошто? Зашто може ќе ме натера да почнам да размислувам, чекај малце, јас гласам за советничка листа, па кој се луѓе? Шо гласам на листава? Кои се овие? Кои се нивните биографии? Многу луѓе беа зборам помлади луѓе кои што не се бават со политика или не ги интересира политика, беа фрапирани, да кажеме, од ограничената моќ или одговорност или моќ за носење на одлуки на градоначалникот, дека уствари советот е тој што ги носи одлуките, а не градоначалникот. И тоа луѓе не го знаат. Точно, јас не го знаев. Наискрено, јас не го знаев пред да влезам во. Јас многу малку бев информиран што прави совет. Не знаев. Ние имаме голем проблем со политичката едукација кај нас. Затоа ме стргам од личен пример. Јас појма немав дека советот постои. Ние знаеме градоначалник, што цело време гледаш градоначалник на телевизија, ова кажал, она кажал. Советот не се гледа, советот во главном, дури кога се рече советници, не мислиме советници оние што седат околу градоначалникот и му кажуваат нешто, не сваќаме дека е целосно одделен орган внатре кој што е комплетно независен во општината или во градот. Тоа е буквално парламент само на локално ниво. И мислам дека тој дел кога почна да станува јасен за луѓе, почнува да стануваат јасни дека без одобрение на советот градоначалникот нема што
Мислам, нема што. Има што може да направи, ама многу е полимитиран, посебно во поголеми одлуки или капитални проекти и инвестиции, што значи дека мора да има блиска соработка помеѓу градоначалникот и сите избраници од народот кои што седат во советничките места внатре во советот. И ако таа кохезија ние не научиме да соработуваме заедно, без разлика дека имаме различни политички мислења, политички ставови, дека ако се добри проекти треба да се поддржуваме, ако се лоши проекти треба да се караме, ако ние тоа не го научиме, ќе се најдеме во ситуација во која што се наоѓа еве го Скопје 4 години. Да, можеби е добра прилика да објасниме како функционира еден таков совет. Значи, колку луѓе се потребни за да се направи некоја промена? Вака, значи прво големината на советот зависи од бројот на граѓани што живеат во таа општина или во градот Скопје. Градот Скопје е најголем совет со 45 советници кои што се внатре во него. Затоа кога во зависност од бројот на гласови за советнички листи на локалните избори се доделуваат број на советнички места на сите политички групи кои што имаат аплицирано. Зелен хуман град освои 10.000 гласа и тоа на претходните избори беше околу, тоест доведе до 2 советнички места. Значи ние бевме двајца, но отприлика 5.000 гласови по советник беа на тогашните избори во зависност од излезеност. И сега, ние на советот се состануваме најчесто еднаш до два пати месечно. Тоа не е работа 24/7 тамо во канцеларија. Значи никој не е вработен во советот или во градот. Ние се доаѓаме на седници каде што разгледуваме дневен ред со точки. И тој дневен ред, добиваме материјали 7 дена однапред, го читаме, можеме да дебатираме, дискутираме, да поставуваме прашања и на крајот на денот сите заедно гласаме со кревање рака малце како во средно, што не се слагам дека треба. Кога имаме електронски систем за гласање, ама се креваме рака и носиме одлуки дали сме нешто за, против или воздржани. На тој начин градот носи, тоест градскиот совет носи одлуки, а дневниот ред најчесто е составен од страна на градоначалникот и градските служби кои што велат во ред, еве јас ова сакам да го направам. И тогаш советот треба да рече да, треба или не треба. Или во одредени инстанци советот поднесува иницијативи и вели гаду ти треба ова да го направиш и после бирократските лабиринти почнуваат. Добро, и сега да кажеме во идеално сценарио за вас со колку советници збориме идеално сценарио? 45. Добро. Идеално ме праша. Идеално 45. Идеално реално е, да кажеме, би можел Зелен хуман град да оствари добар дел од својата агенда. Види, ние и со двајца успеавме многу да направиме. И тоа сакам да му покажам на луѓе да сватат малце, дека дури и со двајца ние успеавме да направиме вистински промени, го дигитализиравме советот. Советот на град Скопје беше црна дупка претходно. Немаш нигде дневни редови, не се знае што се дискутира, како се гласа, кој е материјалот, едноставно тоа не се објавува нигде. Кога дојде Зелен хуман град, јас седнав лично и искуцав вебсайт, се вика moјград.mk, каде што сите седници од почетокот на мојот мандат до крајот се дигитализирани со сите материјали, како гласал советот, како сме гласали ние како Зелен хуман град, комплетно транспарентно. Сме успеле да го дигитализираме советот. Што го користат медиуми, го користат други советници, го користи градоначалникот, што ми е многу интересно дека наш сервис сега се користи од комплетно луѓе кои што очекував дека секако ќе се снајдат и без него, што значи дека олеснува работа. Успеавме да донесеме забрана градот да може туку така да искочи да сече дрва кога ќе му текне. Сега мора 15 дена однапред да ги објавува тие решенија за интервенција врз зеленило онлайн. Па после да дојдат тие луѓе да речат во ред, јас ќе го видам онлайн решението кај мене пред зграда дека вели, планираат да сечат, можам да го оспорам. И во моментот кога ќе поднесам жалба, застанува решението и сега министерството изиграва посредник меѓу нас и градот, дали треба или нешто не треба. Двајца советници успеа да го убедат советот да се направи тоа. Успеавме да донесеме компостари, уште да ги ставиме во употреба, ќе биде добро. Успеавме тон пати да донесеме работи кои што треба да ги направи градот краткорочни и долгорочни околу аерозагадувањето и намалувањето на аерозагадувањето. Дали тие работи беа спроведени од администрацијата, тоа е друго прашање. Но и само двајца советници кои што не беа во коалиција со никој, колку и да им е тешко на ботовите тоа да го кажат, кои што покажа дека може независно да се делува внатре, успеавме да догураме вистински промени кои што ги имаме и на zhg.mk сајтот излистано. Еве што сме правеле ние 4 години. И зашто го кажувам тоа? Има еден концепт на, нешто го викам, конструктивна опозиција, што мора ние да го научиме. Кога си во опозиција, со двајца советници си во опозиција, кога имаш мнозинство, тогаш си во опозиција. Кога си во опозиција, ти мораш да се бориш за твоите идеи и да пробуваш конструктивно да ги успееш да ги донесеш негде. Ако ние се навикнавме на опозиција која што седи и само плука 4 години, ти лош ја добар, ти лош ја добар, ти лош ја добар, како што до сега се покажува концептот на опозиција во Македонија, тогаш таа опозиција ништо нема да постигне.
Само плукала 4 години и после се надева дека доволно плукала за она да стане позиција. Ние сакаме да кажеме не. Кога си опозиција, најди начин да спроведиш програмата и макар што си опозиција, макар што си двајц, нешто да спроведиш за да покажеш дека тие 4 години не ти биле залудни седнати таму, ти само да плукаш. И тај концепт на конструктивна опозиција, Зелен хуман град го покажа овие 4 години. И затоа јас сакам тоа да го видам. Бидејќи сите тие 45 советници треба да работат за подобрување на градот. Без разлика дали ти си еден советник, или 10, или мнозинство, или си од таа, или од таа група. Таму си 4 години, зашто некој ти рекол, работи за мене. Подобри ми го овој град. И Бога ми треба да го подобриш. Значи, доведени сме, многу зависи од моралниот код на луѓето кои што влегуваат во тие совети, затоа што е многу опасно она што го кажуваш дека тоа да биде кариера на некој. Значи, тогаш се става во ситуација на зависност, да мора да слуша некој, да мора да најчесто на штета на голема група на луѓе да носи одлуки кои што едноставно ќе одат во неговен кариерен развој, а во исто време ќе осакатува маса на народ. Не мислам дека имаме многу такви луѓе, не мислам дека најверојатно е тоа предусловот. Најверојатно е предусловот човек да се оствари во животот пред да дојде во било каков контакт со она што се вика јавно добро во било која форма. Точно. Значи, кога човек ќе влезе да се остварува како политичар, не знам дали има некои луѓе се декларираат, јавно признаваат дека се политичари, што јас мислам дека само по себе кажува многу. Знаеш, кога ти ќе кажеш дека си политичар, као Па види, не се слагам, мислам политичар е секој кој што се занимава директно со политика, као зборот политичар не треба да е со лоша конотација, тоа нема ништо лошо во концептот на политичар. Ние 45 луѓе внатре што сме овие 4 години политичари. Ние сме политички активни, јас се декларирам како политички активист. За тој момент не треба да има никаков проблем. Проблем јас имам со луѓе што сакаат да се инволвираат во политика, во носење на одлуки, а се немаат докажано преку волонтерство и јавна работа претходно. Ако ти ми покажеш дека јавно си работел без да бараш ништо, 3, 4, 5, 10, 20 години за тебе си постигнал резултати и тогаш велиш во ред, јас сега сакам ова да го направам внатре во системот, нема проблем. Те молам, повели си се докажал. Тоа е исто како да идеш на работа. Јас сакам да работам во фирма и ми вика, ти ми треба 5 години искуство, ти викаш, не, ама жими мајка бе, ќе биде окей, па ти шо? Немам искуство, ама дај вработиме, ќе видиш. Тоа е целата работа. Ние советници треба да ги гласаме исто како што би вработиле човек во фирма. Докажи ми дека до сега си се жртвувал за општо добро, си волонтирал, што било си правил за да го подобриш твојот град, општина, држава, што го дае. И откако си се докажал, си решил во ред, сега сакам јас внатре да ги пренесам истите овие политики и да пробам да направам нешто добро. Има уште еден термин што од вас го слушнав првпат, тоа е зелен катастар. Што е зелен катастар? Зелен катастар е нешто за кое што ми се смеја кога зборев во совет, ми вика не ми треба виртуелни дрва. Така го разбираа советниците како виртуелни дрва. Зелен катастар, концептот на зелен катастар е дека секое дрво зеленило во град Скопје кој што го имаме, а и во државата понатаму, треба да биде регистрирано и обележано онлайн во онлайн катастар. Да знам каде е, од кој тип е, колку е здраво, колку е високо, сите тие информации да ги имам и на регистарско бројче за тоа дрво, за понатаму, кога ќе дојде инвеститор, кој што сака да гради зграда таму, и ќе почне да вика, да ги сечам овие, да пуштам, чекај малце, да провериме во катастар, па ова дрво е здраво, како ќе го сечеш ти тоа дрво? Нема сечење, не можеш да речеш, абе мртво беше па го пресеков. Идејата е дека треба да се бележат сите зеленила во град Скопје и врз база на тоа може после да носиме статистики. Дали имаме 25 метри квадратни зеленило по жител? Што е бројка што треба реално да имаме, ние имаме многу помалку од тоа. Дали имаме колекција, тоест фокус на зеленило во еден дел од градот, а другиот градот каска, нема зеленило, што значи дека треба бетон. Што значи повторно се податоци. Повторно се враќаме назад на концептот на податоци. Кога ги имаме податоците, нема онака мерам кај има, што има, зашто има или се осеќам дека овде е боле или не, туку податоците ќе ми кажат многу подобро. И тој зелен катастар кој што е почнат и се мачи да се комплетира, за да имаме, зашто тоа е жива материја, тоа треба цело време да се обновува, е нешто кое што ние се обидовме со години да го гураме.
правевме партнерства со Шумарски факултет заедно со град Скопје, па ајде студенти ќе бележат, па ќе се прави, ќе се пусти и повторно застануваше бидејќи, знаеш, треба буткаш, се молиш, дајте бре луѓе да го завршиме ова еднаш за секогаш. Ја дури на момент си пореков, добро зашто не почнеме со сателитски снимки, ќе ги бројам дрвата. Ќе направиме скрипта, сателитските снимки ќе ги помине низ градот, некој ќе ги платиме со висока резолуција да се, и автоматски алгоритам компјутерски ќе ги изброи дрвата. Па тоа ќе го направиме ако ништо друго. Значи, до тој степен стигнав очаен за да дај да го комплетираме некако овој зелен катастар, кој што понатаму ќе може да го користиме во носење на одлуки. Спомнуваш дека, пак да се вратам на загадување од воздухот, дека загадувањето од горењето на депониите е многу поштетно од ова загадување од пожари што го имаме. Дека е многу поштетно уствари. Како помина за тебе, да кажеме, лето, колку сме осакатени, да кажеме, во овој целиот изминат период, изминат 3 месеци, сега сме септември, значи имавме 1 тон пожари, имавме 1 тон депонии што изгореа, значи види, прво да се разбереме, сите загадувања се катастрофални. Да, има загадувања што се полоши од други загадувања во зависност од тоа што има во воздухот, ама еднакво ќе не утепаат сите. Значи, никако не смееме да почнеме да прифаќаме еден тип на загадување врз друг. Сите се катастрофални за овој град. И не смееме ни честичка да имаме во воздухот за загадување. Светската здравствена организација пред неколку години донесе нов правилник каде што вели дека нема безбедно ниво на загадување. Каде што ние велиме не треба по 25 микрограми на годишно ниво, нема безбеден праг, нема праг под кој што е окей. Нула е окей. Све над нула не е веќе окей и веќе има здравствени последици. За мене летово беше шок. Се почувствував дека сме назад повторно во зима. Во зима, каде што нели се затвараме дома, па не отварај прозори, па страфтие. Ја секоја вечер пред да легнам, ќе отворам прозори, ќе мириснам надвор да видам, ау не мириса, затварај прозори, нема, или ќе видиш на апликација, ау не црвено, не смеам да отворам. Мислам, као се осеќаш клаустрофобичен во сопствениот град. Заробен. Човек со твое знаење, да кажеме, начинот на кој што ти го перцепираш целото тоа. Значи како вика, незнаењето е благослов. И многу луѓе се во таа состојба кај нас, но ти не можеш да не знаеш. Значи ти точно знаеш и кога ќе мириснеш, кај што преш едноставно. Значи како ти функционираш, кога ќе се запали нешто вакво и смрди цел град на пластика. Значи јас со мене цело време носам маска. FFP2, FFP3, N95, N99, се едно, по кој стандард ги мериме. Цело време носам со мене маска, уште од пред ковидот, јас имав тие маски, затоа дури некако бев спремен дома кога се случи ковидот, зашто знам дека тие чистички мене многу ќе ми наштетат. За 5, за 10, за 15 години, кога биде веќе доцна, ја што било да направам на таа тематика. Јас се сеќавам сега кога беше пожарот во Трубарево, вечерта требаше да изодам низ населба рута, со маска на мене огромна, се фатил ја стегам за од нигде да не влага воздух, и така целиот уплашен и се шеташ низ населба сега, ама знаеш дека надвор е канцероген воздухот. И гледаш луѓето гледат бледо. Поминуваат без маски. Деца си играат на игралиште, луѓе си ги шетаат кучињата, џогираат. И ти седиш и се осеќам како во првите денови од Чернобил, кога во градот Припјат до Чернобил централата имало војници со гас маски, но населението не знаело. И не им кажувале и биле како окей, ќе видиме што ќе биде, како ќе биде. И јас седам таму и не ми се верува дека немаме огромен аларм кој што вришти и вели луѓе приберете се дома. Не толку искачете сега да џогирате, баш сега ти затребало да џогираш кога има огромна електронска депонија што гори онамо и кој знае што се имаме во воздухот. И за мене шок е дека немавме многу посериозна реакција каде што ќе требаше на сите да биде кажано приберете се дома. Нема искачање, крај крајва полициски час. Луѓе, седете за ваше здравје дома. Нека си исчисти, нека помине овој дим, па утре ќе исходиш. Ама прибери се дома, не толку седи надвор. Затоа велам кога знаеш колку е страшно, на моменти си велам и да не знаев, може и животот малце ќе ми беше полесен, ќе ми беше далеку пократок и најверојатно ќе имав многу повеќе здравствени последици, но страв ми е за сите оние кои што ти вика ти си будала кога јас им викам стави маска. Кои се штетите? Значи, кои се, да кажеме, најпопуларни болести кои што се појавуваат кај луѓето, освен, да кажеме, канцер и умирање? Значи, колку си запознаен со негативните последици од загаден воздух? Значи, како, не знам,
има некои истражувања што покажуваат порано појавување на Алцхаймер, сушење на мозокот и така натаму, значи што све, значи вака е да кажеме луѓето да добијат некоја слика, можеби кои се последиците од тоа незнаење што го викаш кога ќе гледаш нешто такво да гори, да смрди надвор, ти да излезеш да трчаш на пример. Све. Буквално све, значи еве, јас не сум медицинско лице сега да извадам извештаи и да ми кажам точните болести, ама респираторни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, инфертилност не може деца да имаш и кај мажи и кај жени. Не е само кај жени што мислам, и кај мажи збора инфертилност. Значи сите овие појави зошто? Зошто дишењето е еден од основните процеси на човечкото тело. Кога тоа ќе биде нападнато, све друго поврзано со човечкото тело станува под напад. Мозокот, срцето, белите дробови, мускулите, све ни станува под напад. Што значи дека и минимално ниво на загадување веќе почнува да ни штети и да не го намалува животниот век. А камоли екстремни загадувања што ги гледаме тука. И да, не секое човечко тело ќе реагира исто, затоа кога ќе се појави сигурно некој паметен и ќе рече, па знам тој едниот што пушеше цел живот, па живееше до 100 години. Супер. Да. А да видиме сите други што пушеле и умреле на 50. Да. Мислам, не е дека едниот тој го фатив сега, не работи статистиката, така се извинувам, иди на факултет назад, учевме статистика, како работи. Да, секогаш го има тој пример со некој имал дедо или чичко или некој што пушал до 90 и све супер им било и ракиичка си пил и мислам прекрасно. Тоа све супер, ама не работи статистиката, така се извинувам, иди научи математика пак. Така да од тој концепт, значи човековото тело е нападнато од сите страни. Имаме цело време медицински лица кај нас кои што кажуваат колку е ова навистина страшно, колку е ова навистина поразително, колку кажуваат дека се полнат болниците со луѓе кои што се жалат од кашлање, се жалат од белодробни заболувања, за после да не дај Боже тоа стане кантер или некој друг тип на заболување. Ова е константен напад на човековото тело и мора да се заштитиме од истото. Види, јас сум можеби добар пример да кажам у моментов низ што проаѓам, мислам која реализација ја проаѓам. Че бев долги години пушач, че можеби не знам 10 години. И не знам, значи ајде сум бил помлад, телото ми го носело тоа и така натаму и некој време веќе немам контакт со цигари. Спортски живот, трчање и така натаму, да после година дена можеби почнам, значи сега годинава зборам, да осеќам болка во гради. И сега си го правам ретроспектива, значи ја цело време трчам на кеј, например. Никогаш не еркер ја инсталирав пред 2 дена. Значи, ниту сум отворил да видам загадување, ниту сум следел вести, значи, комплетно сум бил игнорантен, сум бил помирен на некој начин, апатичен максимално со состојбата на воздухот во Скопје. Значи, толку години се зборува за тоа, толку е извикана, веќе разводенета на некој начин таа тема, пошто гледаш дека луѓе не превземаат, значи, тие што треба да превземат нешто не превземаат, вашите активности се многу ниско на радар. Значи, тоа се големи чекори можеби, но за обичниот човек невидливи или можеби умешно потиснати, да кажеме, или и неумешно, нега едноставно има веќе хиперпродукција на информации. Мислам дека човек и да сака да стигне до вистинските информации е многу тешко. И осеќам болка во гради сега, например. Значи, тоа е вака интересен момент. Значи, окей, си викам, значи сум пушал 10 години, нема никаков проблем, ме разбираш. Значи, не пушам 2 години, трчам, како се вика, секој ден, активен сум и така натаму, човече, градиве ме стискаат. Значи, тоа е моментот кога се освестуваш. Знаеш, тоа целата трагедија е што најверојатно најголем дел од луѓето ќе мора да стигнат во таа состојба, да ја осетат болката, значи да го осетат загадувањето. Од теоретска апстрактна форма, дури смрдејата, значи сама по себе, после некој време човек се навикнува на тоа, знаеш. Но на болка никогаш не се навикнува. На болест никогаш не се навикнува. Не, како велат, буквално болниот човек има една желба. Да. Да оздраве. И мене, мислам, тука ми е секогаш шок кога почнам да размислам. Викам, добро бе луѓе, не го правам ова зашто ми е досадно.
Не викам 10 години, не си го оставив и нервите, и живците, и здравието по улици, протестирајќи, викајќи, карајќи се и во совети, надворот совети, зашто ми е досадно и зашто нема попаметна работа. Супер попаметна работа имам, ќе си спакувам авион, ќе идам и ќе лежам на плажа на Ибица. Многу убава работа и животот ќе ми биде супер. Не. Јас сум овде зашто сакам да им покажам на луѓе дека не треба да чекаме да не болат гради, да фатиме рак и да умреме, за да се сетиме, загадено е надвор. Не требаше вака да направим. Затоа го правам. И да, на некои луѓе им е тешко да сватат леле како овој може да сигурно има агенда X, Y и Z. Сериозно треба да имаш агенда за да не умрат луѓе? Да, ете ми агендата, тајната агенда ми е. Не ќум да умрат луѓе, не ќум моите родители и пријатели да умрат. Па може успат и сите други да не испоумираме. Да, то тешко за верување. Стварно е тешко, мислам, толку сме довербата кај луѓето е толку пати изиграна. Се слагам. Да, кога ќе дојде човек кој ќе се појави на пример како тебе, да каже нешто, јас сакам да спасам животи на пример овдека. Значи од 10 луѓе 9 нема ти поверуваат. Нема ти поверуваат едноставно. И ако имаш и таква историја позади тебе на активизам и на проекти, и на бизнис и така натаму, значи сакам и за кратко да спомнем и за Hylosense, значи неверојатно е она што го имаш остварено. Значи нивото и диапазонот на информации со кои што располагаш во однос на климатски промени, на време, на почва, во однос на земјата, едноставно е навистина инспиративно дури, не знам како да го срочам тоа. Но имаш доста постигнато и се надам дека луѓето ќе можат да го препознаат барем тоа. Значи барем тоа да служи како доказ дека нема тука задна агенда, дека едноставно се работи за буквално. Види, после толку години мислам дека се освестивме сите дека има загадување во Скопје и во Македонија. Јас викам која е задната агенда тука? Дека ве освестив, дека свативте, дека ги гледате податоците, ако тоа беше задната агенда, супер. Или кога ќе ми рече кај беше ти пред XYZ години, пиши на YouTube. Пиши на YouTube Горење Вановски, јај види кај бев. Кај бев сите овие 10 години по улици, по протести, по подкасти, по објаснувања, по медиуми, кај што трагата е таму, значи човек треба да го напише името само и не треба да тоа зборам. Еве, дадов токав дел од мојот живот за да пробам мојата татковина и мојот роден град да го подобрам, зашто јас не сакам да си одам од овде со сила. И еве, веќе не сум ни на листа на ЗХГ. Рековме, не правам кариера од политиката. Да, знаеш што, викам, ги видов листите и си викам, сега сигурно е на листа негде. Нели, тоа е нашата традиција и кога видов дека стварно те нема, викам, види вече. Значи, овдека најверојатно се роди човек кој што го мисли тоа што го кажува уствари. Го спроведува на некој начин, го живее. Пошто тоа е доказот, ме разбираш на крајот. Само по делата моја, што викам, јас можам да кажувам баби и жаби и да викам и да пустам, ако делата не ги покажуваат работите, јас што ги викам, нема никаква поента. На тоа викам, ниту никогаш влегов во ова за да правам пари, ниту да фаќам тендери, од кои што немам ни еден фатено или да сум бркал тендери. Целото ова го влегов зашто да, мајка ми и татко ми живеат тука. Баба ми живее тука. Имам роднини, имам пријатели, блиски луѓе. Сакам тие по можност, ако може да поживеат уште малци, да бидат заедно со мене, и да можам да поминам подолго време пред они да заболат од нешто. И тоа ми е целата моја тајна агенда. И ако може тоа да се реплицира на други луѓе, уште подраго ќе ми биде, зашто сепак си го сакам овој град. Кажи ми многу кратко на Hylosense, значи како функционира, што се опфаќа. Мене ми изгледа како многу футуристички проект. Мислам, го гледам твојот порив да ја објасниш едноставно земјата како функционира со сите нејзини елементи преку податоци. И Hylosense ми изгледа како највисокиот стадиум моментално до кој што си тоа можеби ќе еволуира понатаму, но што до сега можеш да предвидиш, така да кажам. Види, Hylosense идејата и на EarthCare пред него беше да користиме климатологија и метеорологија, климатски и метеоролошки податоци за да правиме анализа на историски и идни закани кои што би ни се случувале во светот. Кажано, пример, за Скопската котлина, да може да видиме колку често во годината и каде и во кој период од годината се појавуваат јаки ветришта. Ако знаеме дека има одреден патерн на појавување на
јаки ветришта да може да се заштитиме. Ако знаеме дека има јаки врнежи тогаш и толку често се случуваат, да може да се припремиме или да речеме урбаното уредување во одредената населба каде што најмногу има врнежи, да може да биде подобрено, да речеме подобра канализација или нема да не дај Боже да се дозволи уште едно стајковци да се случи. Значи користејќи податоци што цело време ги зборам, зашто толку многу ги сакам, зашто ми дозволуваат поглед кон историјата и да научам нешто проектирајќи го тоа напред одејќи во иднина. И тој проект работи на секаде на светот, не е само за Македонија. Ние користиме глобални податоци со цел да може да правиме некаква си анализа и да кажеме во ред, овде има проблем, овде има ваков, овде има таков проблем. За после од најосновно ниво јас да речам ако планирам да купам куќа, стан, да се преселам во друг град, во друга држава, да си направам некаква статистичка анализа да речам окей, најчесто овде има некакви закани, па дали сум окей со тоа или како се справам, до највисоката точка, а тоа се државните органи кои што треба да користат такви податоци во урбанистичкото планирање на градовите, на населбите и на општините. Неверојатно, мислам, не знам дали некој од кај нас барем од нашите институции ќе стигне некојаш такво нешто да користи, но би било добро посебно да кажеме, видов дека има и за земјотреси за нешто такво. Историски податоци нормално земјотресите се најтешки за предвидување. Да, многу за тоа и видов, значи викам човече ако може да предвиди земјотрес или да даеш. Сакал, ама можеш барем да видиш историски. Мислам, ние на мапа често знаеме да ги мапираме земјотресите и многу е интересно како убаво се истртуваат тектонските плочи. Можеш точно по земјотресите што се случувале убаво да ги видиш тие тектонски плочи. Ако врз него ставиш мапа од тектонските плочи доле, ќе видиш директно како се тие истртани. Што значи дека податоците ни откриваат многу интересни и битни податоци. И мислам битни сознанија и врз база на нив ние треба да ги користиме за да носиме добри одлуки за човештвото. Имаше и пред снимањето ја отворив веб страната исто мапа на пожари видов. Да. Тие се сателитски податоци, значи НАСА имаат собствен сателит кој што со инфрацрвени зраци снима доле, значи успева низ облаци да пробие и проба да види жаришта, тоест пожари кои што се случуваат на земјата, ги репортира назад и ние ги влечеме тие податоци од тој сателит и ги прикажуваме на мапата. Дури во Еркер, во делот за мапа, можеш да кликнеш на пожари горе и ќе ти ја покаже истата мапа со активни пожари кои што на секој, не знам, 6 или 12 сати се обновуваат, како што ги помине повторно сателитот врз одредена локација. Многу интересно дека некогаш знае тие пожари да ги фати и на гасни постројки, каде што екстра гасот што се согорува, ги знаеме, сме виделе дека октан или тука има оџаче горе, кај што екстра гасот се согорува и тоа прави мал пламен. Сателитот дури тој мал пламен може да го фати од горе и да го детектира. Што значи дека е многу прецизен сателит и тоа би рекол, значи кај нас агенцииве кои што сега во лето работеат често за мониторирање и справување со пожари, едно од точките не треба исклучува да се зависи од сателитски податоци, ама едно од точките може комплетно тие јавни податоци се од страна на НАСА, секој може да ги користи во светот. Колку брзо го појавува пожарот? Вака тоа зборам од 6 до 12 сати. Значи за одма ако се создаде пожарот, не значи дека тоа е прво реагирање, не можеш одма да реагираш, затоа има подобри сензори кои што се поставуваат или термални камери кои што наблюдуваат. Има технологии во светот за мониторирање на пожари за брзо реагирање. Дури јас сега гледав една технологија, фирма која што го прави тоа, со термална камера снима пожари и во моментот кога ќе детектира, автоматски полетува дрон кој што се обидува да иде да проба да го изгаси доколку е мал пожарот. Значи пушта неколку дронови и тие почнуваат да прскаат со материја за да пробаат да го спречат пожарот уште пред пожарникарите да може да влезат во возилото и да тргнат натаму на тоа место како прва одбрамбена линија. Овие технологии не се веќе научна фантастика, овие постојат и се пуштани на сегдени светот и може да ни бидат и нас прва гранична одбрана, бидејќи како што гледаме секој лето се повеќе имаме, ајде не ги збориме овие туку шумските пожари кои што ни се случуваат токму поради климатските промени во кои што се наоѓа и Македонија меѓу сите други држави. Многу битно ми е вака затоа што ти си да кажеме, окей, ти си Горјан, со сето она што го имаш постигнато и така натаму, но од ајде да кажеме од некој по макро ниво кога човек ќе те наблюдува, заедно со сите нас да кажеме, ти си една држава сака да има такви луѓе. Значи поентата на функционирањето на општество да кажеме е да создава такви луѓе кои што ќе бидат успешни индивидуално и ќе успева да и ќе придонесува, да кажеме, за колективна безбедност и општо добро. Што мислиш,
кога тебе би ти биле дадени ресурси во ситуацијава, колку дали би се справил подобро, да кажеме, со летниве пожари во однос на ситуацијата што имаме сега. Долго да кажеме на 1 јануари тебе ти кажуваат Горијан, ти си одговорен летово да нема ниту еден пожар. Можеш многу подобро да се спремиш, но не бидејќи нашите пожарникари не се спремни. Значи, кај нас проблемот е алоцирањето правилно на средствата на буџетот. Значи, тие пожарникари сме виделе со какви возила се мача да стигнат. Да, со камиони страшно, стари да. 50-60 години. Значи, Ти изборуваш дронови, човече. Ти избориш дрон, може. Алоцирај пари во буџет. Купи им најнова опрема. Обучи поголем кадар. Фалат пожарникари, нема доволно за да се покрие. Обучи ги. Помогни им со најновата технологија. Почни да користиш сензорски системи, почни да наблюдуваш. Со сето тоа можеш ти да превенираш или да имаш многу побрза реакција за спречување на овие пожари, кои што посебно на недостапни места се уште попроблематични за да се случат. Ние колку сиротиве пензионери од што ги летат авионите, тракторите, што гасат пожари, ги враќаме од пензија луѓе, зашто немаме ние нови пилоти и тука ќе објават леле ги вративме од пензија, браво. Ама ти не можеш на секоја година да го правиш. Ти тренираш ли нови луѓе? Ти не се сликај ги вративме од пензија. Покажи ми, еве имаме 10 нови кандидати, ги обучуваме и за година дена они ќе бидат спремни да почнат и првите летови да ги прават. Тоа треба да се види. Долготрајно решение, не дека ги вративме луѓето од пензија, па тие не можат секоја година да летат. Да, се восетуваме на херои, на митови, на поединечни случаи. Тие се луѓе кои што за мене стварно се херои. Тие се херои за мене. Ама ние не може цело време да се надеваме дека тие ќе бидат тука спремни за нас да не спасат, бидејќи системот нема никаква алтернатива. Тие луѓе си го служиле своето и сега треба да има други луѓе кои што ќе продолжат. Затоа зборам, вистинско правилно менаџирање на ресурси кај нас е реалниот проблем. Да седнеш да направиш план, правилно да го избуџетираш и правилно да го спроведеш целото тоа. Може да се прави. Јас дури на моменти си викам, добро, да пробаме вештачка интелигенција да поставиме. Вештачка интелигенција да поставиме. Една институција да биде целосно AI. Ама државно, убаво да го скоцкаме сите заедно, јавно AI-то, како ќе работи. Еве, ти спроведи ги, овие, алоцирај ги ресурсите и кажи ми како ќе се направи тоа. На моменти се велам, па сигурно многу боле ќе го направи него кој било наш политичар, кој што ќе седне тука и ќе пробува да смислува сделки или не. Зашто ќе работи исклучиво со податоци. Ако научиме да работиме и ние со податоци, ќе можеме многу подобро да ги правиме сите овие работи. Посакувам да допре твојот глас, да кажеме доколку ше можно повеќе луѓе во однос на се она што го споделивме и во однос на сензорите. Значи верувам дека кај може да ги набават доколку некој сака да каже да постави сензор на балконот, како може да го набави? Директно во мој воздух апликацијата, тоест во Ерекар, кога си во секцијата со мапа, така што гледам целата мапа, имам едно плюс копче горе. Кога стиснам на тоа, ќе ми даде опции за мојот регион од каде можам да набавам јас различни типови на сензори. Можам да ги нарачам поскапи, поевтини, склопени или не склопени, па сам дома да се ги склопувам како лего коти, што е исто интересна активност за да речам помладите што сакаат да научат електроника. Има различни вебсајти каде што може да се нарачат и тие ќе ги испорачаат до Македонија, ќе ги поврзете и за едно 12 сати автоматски се појавуваат директно во апликацијата. Све е тамо, све е на едно место, а многу подобро ќе биде ако сите успееме нешто минимум такво да направиме за да цело време го следиме она кое што според мене требаше државните институции да го направат досега. Тоа е еден апел, да кажеме, секој да проба да го набави тоа, значи тоа не се скапи уреди. Не, 50 евро. Прилично лесно за инсталирање, ќе помогне за свеста, прво за сопствена и понатаму и за она што викаме некоја глобална податочна база да се збогати, да се индицираат можеби попрецизно изворите на загадување. Ти имаш или вие имате креирано и мапа на загадувачи, мислам дека ако не се лажам еден вебсайт исто. Значи нема што немате направено, буквално од сите можни страни е пристапено на проблемот. Фали само поддршка, луѓето да дадат на она што го работите, не ни барате како се вика човечка асистенција, иако ви е насочно потребно, верувам дека луѓето кои што го водите целото ова сте мали на број, прегорувате, имате потреба и од таква помош, но значи не ја добивате таа. На ваков начин барем секој ќе може да придонесе
колку што можно да се лоцираат, како што реков тие извори на загадување, сите да имаме почист воздух, вас да ви олеснат работата, да се зголеми бројката на податоци, да се охрабри Секако. користењето на податоците и да некако успееме. Види, ја би рекол дека имаме, значи поддршка посебно со заедницата што ја креираме ние на Зелен Хумаград, имаме Discord канал сега за помладите. Discord знаеш што е за тие кои што можеби не знаат, обична апликација за разменување, за разговор, правење мирц, можеби ги знаат по старите генерации кои текнува, концептот е ист. Имаме заедница каде што има таму веќе 100-200 луѓе. И секој се обидува да помогне на начин на кој што може. И затоа ние охрабруваме секој кој сака преку вебсајтот zhg.m има делче Discord. Може да влезете во каналот. Таму сме сите. И тие кои што сме во совет, и тие кои што се координираат во групите, и луѓе кои што се едноставно таму што сака да помогнат. Знаеш да добар графички дизајн, може да помогнеш со некој пост. Бујрум. Сакаш да водиш social media, може да пишеш добри постови. Бујрум. Да помагаш со видео, бујрум. Да садиме дрва заедно, бујрум. Да организираш протести, бујрум. Секој може да помогне со 2 сати во текот на неделата, со 2 сати во текот на месецот, еве ако немаме доволно време, во некаква таква кауза. Бидејќи ова е граѓански отворена кауза за секој кој што сака да помогне на начин на кој што тој или таа мисли дека може најдобро да го направи истото. Ти посакувам многу енергија и многу повеќе луѓе се вклучат во вашите активности, многу успех на изборите што доаѓаат сега и да биде еден показател дека нели луѓето препознаваат кога некој ќе се жртвува за колективно добро, дека знаат да го поздрават тој, да охрабрат колку што е можно повеќе луѓе да се вклучат во такви активности. Фала ти за денеска, ми беше чест и задоволство. Фала многу на поканата и се надевам дека се гледаме повторно. Убавест. Посебно го чека моментот кога ќе можеш да предвидуваш земјотреси, значи тогаш сигурно ќе се види. Кај да е, со AI ќе стигне и тоа. Фала ти.